Ама што е најинтересно? Секако ти изгубена сезона, стварно нема да се врата Ферари никаде. Ма не може никако. Не, ова е нула. Ама Барем што? слушај си ги возачите твои. Тој вози, тој знае што треба да. И ти му даваш стратегија. На вест што ја читам, Red Bull ја Breaking news. протестира победата на Расел. And Box now, Box. We're heading into the wall, but you've got Verstappen going through turn number 1. And it's lights out and away we go. Unbelievable stuff coming out of the final corner. И здраво на сите и добре дојдовте во уште една епизода на Сектор 1 подкаст. Местото каде страста за Формула 1 добива свое гласно ехо. Овој пат те дружиме за големата награда на Канада. Може да се каже ети со еден добар крај, а ние веднаш после тој крај на трката сме тука дојдени да снимаме подкаст. Малку успани, малку доцнали за овој спорт ништо не е доцна, така да можеме време за полека, можеме полека и да премине тука сме нормално. Таа златна тројка еве го тука Сега е сме во Давор полн состав. во полн состав кој што рековме на претходниот подкаст. Не ви Давор фале is многу back. валјда. Белким че нема овај пат лоши збори за Макс. Мислам дека баш Поминеа 2 недели. па беше мирен како што требаше да биде барем. Да, Добро е. Не карактеристично мирен. Првични зборови се тоа од нас, да ја оцениме нашата големата награда на Канада со една слаба можеби бројка, не знам. Да почнеме од Давор овај пат, пошто не беше на претходниот подкаст. Ајде Ајде, да Да почнеме. каже една бројка за Здраво, здраво. Да почнеме оцена за Канада. Не знам, крајо малце го краси делото, може да се каже и за Канада. Не беше нешто посебно, беше за жал трка на предност на гуми, беше испадна некако, немаше баш трка и се зависеше на кој му се троша гумиве. За жал, пак уште една таква трка. Јас не знам, ја би дал 4 од 10. Ништо посебно не ми импресионира. Не уживав во трка, обич и како и Верстапен фан не ми беше ништо уживање за гледање. Тоа иначе Се пазев, сам пазев дали го стасува, не гледав да претицува. Така да, ете, интересно беше на крајот со борбата за третото место, можеби и за второто. Мекларен нормално малце ја спасија трката со нивниот инцидент. Мораше али- Ландо да пулни таков уф. Да, Ландо ја спаси трката, али еве од мене 4 од 10 добива Канада. Па добре. Еве јас би продолжи за тука. Од Давор е пола ќе би кажа ова на 4,5. Нормално да се разлика. Мекларен фала што ме разбудивте, малце задремав до крајот на тркавање, стварно не беше некоја трка. А очекував стварно да биде доста интересна. И ја очекував. па обично знаем во Канада да има добри Да, добри трки, и на добри, крајот ефтин беше добри. само ете како што каже Давор, трка на предност на гуми. Четири. Адриан, ете, Четири. Адриан. Мора го Мислам согласно. дека е со доста, трката. не, нема потреба што би дал 5, не, се забркавам. 4 дефинитивно од аспект на фан 0, ама сега ајде да видиме реални 4. Заспав на можеби не ми ја гледав се, дури не видов разликите дека се тесни на Да. ете со Расел со Макс и си реков Живна трката. ајде можеби ќе гледаме те Ама колку подиум, барем битка, Мгм. ама ништо. Проверка на прогнозите. и речи, нема да продолжиме со Пак прогнозите. лоши. Ја дури. За жал, Како е, многу сме слаби. Многу. овај пат сме сите исто. Сите по едно златно поенче од 4. Со мене би започнале пол позишн Макс Верстапен за малку. За жал. Оскар Пиастри да тепа. Изненадување Стебан Окон, разочарување Кик Саубер. Поен само за Естебан Окон, така да Да. стартуваше нели 14-ти, заврши пак во поени и ја продолжува таа негова низа од секоја трка што е стартувал во Канада. Барем Да, последние неколку сезони ја завршува во поени. Мартин Пол Ландо, победа Пиастри, изненадување Шарл Леклер, разочарување Алпин, тука добија поен за Алпин, пошто ете Гасли разочара многу, стартуваше дури
19, ако не се лажам, барем на Пранко квалификации. ќе даеше барем малце Пранко надеж, стартуваше во ама ништо. во поените, не успе, али пак добра трка за него, али со тоа што имаше добар старт, се очекуваше барем поени. Така да останува поен за Алпин и Давор има Ландо Норис пол позиција, Пиастри победа, Расите исто. изненадување Расел, тука е и поенот и разочарување Хас. Хас, иако само естествено заврши во поени, сепак 200 Да. трка има ја баш добра трка и Оли Берман, нели, имаше те неколку дуели. Требаше поиќе во Расел да верувам изгледа. Многу ми Знаев е, дека ќе изненади, ама не верував дека ќе направи пол и победа искрено во Канада. Ја многу ми е очекував гласов подиум фатен, искрено. Не. малку, Да. Многу ти е Нема малку фатен, да. многу ми е малку фатен, да. Нема Простете. гајде. Со оглед на тоа, нашите поени по Канада се Давор постанува прв, 14,5 поени, Мартин има 9 и јас имам 7,5. Ништо не се смени, само поени плюс на табелата. Ја имам Константни. Некој Бајчки збор еве за да се прогнози? смени. Краток. Слаби сме. Нема, стварно, не ние да прогнози ве пробуваме цело време и некојаш и дури Ма не е во однос лесно. на ландските трки се ги местиме и пак промашуваме. Не е толку лесно, еве. Не е тоа толку уште лесно, не е толку немаме лесно. Наши ве четворка. фанови, ама лесно, наши ве фанови Немаме полесно уште ама. четворка, еве имаме баш добра тројка. Пошто сте многу на прогнози, решивме овој пат да го прогласуваме само тој што има најмногу поени, а овај пат сам на врвот е нашиот графички дизајнер. Поздрав, ете, Поздрав. поздрав до Андреј. Значи, Само бас. тој го погоди Џорџ Расел на пол позиција. Кај ти стегне? Замисли, од не знам сега колку беа точно прогнози, од 30 прогнози. Само Андреј имаше пишано Расел на пол. Андреј нешто знае, ние што не знаевме изгледа. Има гледано трка, како што викаме ние. Исто типуваше како нас на Пиастри. М. Изненадување Мерцедес и разочарување Ландо Норис. Браво. Мислам дека овие се прогнози on Браво. point. Браво, браво. Свака е. е. Требало да верува Му поиќе честит. во Расел и тој, да. Чум беше 4-4 лесно. А инаку пред Браво. неколку дена баш пијавме кафе со Андреј и ми рече викендов пол позиција вади Расел. Ми рече, ми најави и ја пише и мислам дека честитките за тие 3 поени. Уште Браво, немаме Андреј. четворка, така да следна цел се надеваме во Австрија барем еден, ако не ние барем Вие? вие да извадите четворка, една златна и ете Да се Конечно. порадуваме нават. Што се вика, ти ние таа слабо. клетва може да се тргне од ете слаби прогнози и од нас, па и ете идиме. Ај до на крајот четврка. на сезонава ќе биде, ќе биде. И Имаме од нас и бајчки од нив. трки, Па ја решив повеќе да не се Од нас- замарам. Реално се што ќе пишам Ја оди кажуваш. вака, така да шо и да пишам, еве пишав Верстапен за малку не фати раз. Пишев, Да. може би не знам, пишев Ландо Норис, че беше па Пиастри и исто ти. Кај мене сето е Такво измешано. ни е среќата, Адриан, тоа е. Одиме на најдобар воzač и најдобар тим за викендов според вас. Ајме ти кажи. Најдобар возач. Ајде, малце од поразлично е од тоа што би кажал е, јас би рекол најдобар возач. Може да се посочи спрема тркава, спрема мене Кими Антонели. Дечкото, значи, ете, прва негова победа сега во Формула 1. За неговите години Подиум. е браво. Да, победа при подиум, јас се извинувам. Првиот подиум за него, јас сум многу прав на него, реално очекувам и доста повеќе од него сезонава. И очекувавме нешто вакво. И дали во претходниве трки, ја посочував првично во Мајами, али еве сега дури дошто во Канада. Така да, браво за Кимио. Да. Трет најмлад возач на подиум во историјата. Дефинитивно, на Формула, да. Така да, браво. Браво, браво. Прв е Макс, така, втор. Прве, да. Да. Втор Лан Строл Да. во Баку, ако не се лажам. Да, Баку И 2017. трет Антонели. Па еве и да се наврзам најдобар позач Антонели, па и одма би кажал најдобар тим Мерцедес, нема збор. Да, и тимете. Цел викенд се заврши. најдобри. Цел викенд доминира, Чирасол уште од првиот тренинг покажа
страшно темпо и квалификацијско и тркачко, особено на средно тврдите гуми. Така да што и да кажам, повеќе за нема буквално повеќе би кажа, але повеќе малку покасно кој ќе дојдеме за да правиме за тим општо на Мерцедес. Јас не посочувам од возачи, се знае дека е некој од Мерцедес, ќе кажам само како тим Мерцедес дека ја стварно добри, реално заслужува пафалби Антонели, заслужува пафалби Џорџ Расел, правило совршен викенд имаше човекот, ме изненади и мене лично, очекував да е добар, изгледа некоја патека е што му оди него, лани така беше на пол позиција, сега ве успеа и да победи, така да не знаеме до што е, дали до температури, дали до не знам што, али како тим Мерцедес себе заслужува пафалба, конечно и тие победија трка оваа сезона и од мене ги добива пафалбите, а и од вас, така да честито Мерцедес. Не, стварно Браво, дечки. браво со онака. Баш покажа повторно Мерцедес дека ете на патека ваква како нада, кој што кажавме на претходниот подкаст, мислам нели ти реков, тие што има мотор на Мерцедес би биле Да. подобри, ама Мерцедес се покажа како најдобар. Други Главниот не толку. победа. Добро. Ги преминувам- саботираја другиве изгледа. Се чуваја за нив со Па, Може еве, сега уште. така. Мотор пак уште му остана Да. уште на Мекларен да му откажи Ајде, мотор од Австрија чекаме. Мерцедес и Ето, Проти на Мерцедес нели му откаже еднаш, на Вилијамс му откаже сега, Да. на Астон Мартин нели во Монако и уште Мм. Мекларен. Уште Мекларен остана. Замисли Австрија и тоа Да, ќе биде. ајде. Али добро, за Вилијамс, Чекаме ако не се тоа. лажам, беше и најавено, му кажа и на радио на Олун, така да... Да. Ќе стасаме до нив има време, Да. не сега. Ајде. Почнуваме со Мекларен, ете така некоја по-детална анализа на целава трка. Значи Мекларен како најдобри во шампионатот остануваат повторно први, веќе се далеку. Мислам дека тимот што привлече внимание многу, особено на крајов на Да. оваа трка, не толку во викендо, али ете да започнеме од нив. Па Не по знам. резултати темпо најлош викенд оваа година дефинитивно. Може да се Прв речи, пат да. се без подиум, така да Интересен факт, да, да. Јао. прва трка без Дури подиум за не Мекларен. ни има некоја така да речиш, цела трка беа под темпото на Мерцедес и на Макс. Цела трка Пиастри проба да вози така тактички паметно, Да, Ама повеќе после чуваше чува- на гуми. да После почува проблем беше гуми, да проба нешто, ама Да. некако ете мислам дека темпото на Мерцедес и на Макс особено тешко мислам беше да се фати. Да, ја мислам дека има темпо, ама и убо со одбрани Антонели, искрено убо ги држеше двајцата Меклареноти, брзи беа. Например, да си побрз од нив, че му бегаш надвори од ДР сезоната. Ова беа цело време во, само не можеше Пиастри никако да претица. Дали е тоа до сегашниот болиди како се справува со вакви малце потесни патеки, и сепак нели Канада е на начин како улична патека, така да и таму е потешко да се пристигнува, иако имаме 3 ДР сезони. Али Мекларен има може темпо, не беа дефинитивно најбрз тимови, Да. може Да, се каже. да, Уште од уште- првиот тренинг тоа се виде, многу се мачеа, така да дали сега може би ги гледаме ефективен овие промени што ги има, Па- ако е до тоа. Па еве Да. дури си тука Пиастри тестираше ново предно крило, Да, нели? И Да. тие И тоа со интересно многу што изгледаше предно крило. И Норис остана на старата верзија и немаше некоја разлика Да, во да. брзината, буквално Како беа исто ист- крило, да. Разликата ништо. беше во гумите, не беше ништо до болидите разлика. Значи, може би Мекларен почнува полека да попатпаѓа нови промени. Ајде пак ете во Шпанија беа па многу побрзи Да. од чудно тоа е, овде чудно беа ете поназад на нога што се вели од тоа што беа од тоа што се цела сезона. На крајот пак се сведува ете на тоа што го кажавме уште на почеток на сезона, барем од Шпанија наваќе, еве сега ќе биде секоја трка ќе имаме нов некој подобар тим, пошто ете Да видиме. Дали Дај Боже да 2024 ја се надеваме. врати. искрено многу подобро би било тоа и за шампионатот. Да. Да се отвори малку, Тино е многу почна да бега и не знам за шампионатот и кај возачите и кај тимовите, ама кај тимовите веќе може да се каже кај малце завршена приказка, или кај возачите. Ниту дури на пола, уште не сме ни на пола сезона Да, да се рече да, да, далеку и завршено, тоа браво, тоа сезона, е. да. Уште две трки на полус. Да. Точно. Да. Првично проблем кај Мекларен беа и ете квалификациите, може и не од Мм. еднава страна, ама од другава, од
нашиот Ландо Норис. Не знам, пак Ландо покажува некои проблеми, дали психолошки или не знам што му Ландо има влијае. некои моменти, moments of brilliance, само онака го пофалуваме и после на крајот си се враќа онака на свое. Се враќа. Иди Q3, толку Иди го Q3, снемува. да, го снемува. Да. Ја баш мислев дека викендов Ландо е подобар од Пиастри. На Буквално сите тренинзи беше и подобар од Пиастри. и буквално ако некој мислев дека ќе земи пол, очекував да земи баш тој, Да. Норис, пошто Затоа реално го пишувавме со Мартин. Расел, да, беше Тоа беше реално да брз. приказна. Тој Беше јас цел исто викенд тебе ти го брз. кажав, Тоа беше реално да приказна, Ландо Пол. Беше цел викенд брз Расел, ама Да. па сега пак Мекларен, Да. пак очекував на квалификации да биде понапред, пошто пак тренинзите знај Мекларен малку и да чува, да речам така, некој ас во ракава, што би Да. рекле. Па не Ама- знам, секогаш на тренинзи се најбрзи. Има прочитано дека само на 3 тренинзи до сега што сме ги имале не биле први. Да, ама Така некогаш му знам барем не знам точно на кој тренинг, ама беа поназад едно време, не знам точно, сарно ми Во текнува Монако, текот на ете. сезонава. Добро, во Монако 3 Леклер ги зеде, ама Добро, пак Еден беа, тренинг сам точно текнува, вака не ми поназад текнува, на иначе неколку пред тоа стварно не ми тренинзи. текнува кај биле. а викендов Норис беше стварно подобар од Пиастри од цел Да. викенд. На крајот или не мора ни пол, ако ништо барем да биде блиску до Пиастри, ali јате нели сгреши со први округ, па после не можеш толку да притискаш кога немаш кога не ти е први округ брз, знаеш, онака сакаш да извеш барем нешто, ама ете максимум што можеш беше седма позиција. Нешто што приметив е тоа дека му велеа, значи, од тимов као памти си твоите точки кај што кочиш. Да. Некој Савети не го на си мало идеш. дете. Да, стварно е. Савети го за на мало Крос дете. непрофесионално. Ајде му кажува некој што е, ајде да е резервен возач, вака ќе ти речам, да влези резервен возач онака или да тестира како си да некој руки што ќе влезат да истестира. Да му речеш ај овде закочи, знаеш да се навикне, ама да му кажуваш на Ландо Норис што Да. веќе вози доста доста пати возено во Канада е многу непрофесионално и многу аматерски. Ландо Норис што се бори за шампионат. Да, и што се Да. бори за шампионатот, тоа мора да Нека вози во Канада, ама ти се бори за шампионат и ти вика памти ги твоите точки кај што кочиш. Да. Јас не многу лош викенд за Ландо, барем и тркава ја спаси се до тој инцидент, буквално Да, уба стратегија има. предобро темпо имаше, можеше комотно да биде на второ место. Да. Ако Да можеше ете- да се притицува поубаво, па така да дефинитивно. Е, Може па, би за да, победа. Па така имаше влијание многу тој Валкан Ма тоа општо воздух, не знам дали скоро приметите сегде ни е буквално проблем тоа. малку и малку да ти попречи сметаше, нели, на Да. квалификациите. Тоа беше голем проблем за Леклер. повеќето возачи. За Шарл Конкретно, да. и сето тоа. Види уба стратегија го спаси, го извади во убава позиција, беше на првата позиција, последен везе нели од овие првиве во бокс, така да тоа му даде предност на со гумите на крајот. Се доближи до Пиастри, сето тоа нешто што се случи после, се доближи до Пиастри, или ја очекував искрено, знам дека се во борба за шампионатот, ама очекував да му рече барем да проба Норис на Антонели, ама очекував па и да му рече дека Пиастри нема да опушти. Знаеш дека таква некоја игра ќе игра Пиастри. Нешто Али така. ете не се покажа како дека нема да се дава така. Знаеш, и ако има Норис темпо, Пиастри си одбрани позицијата, дури би рекол релативно чисто. агресивно, ама чисто. Прилично, да. А има и пред да се почна да се брка, има многу проблем со тие што се еден круг поназад дали она. Да. Доста blue flags онака Да. или не знам дали беше кој беше не беше Лиам Лосон беше. Или Хаджар од Илија Млосон Хаджар, беше да. в бокс. Да, порано заврши, да. Хаджар и Берман, мислам дека тие му смете. Доста и многу Да. касно се тргна и затоа. Тоа го спаси можеби малце Антонели, да. Ама тој го го му доближи остави Ландо. на Норис Да. така шанса да го Да. пратица Пиастри, пошто Пиастри го на некој начин може да остаса Антонели. Можеш, ја барем очекував Пиастри без тие сите работи да биде во топ 3. Пошто Антонели пак може би ќе го натераше да направи грешка сепак Да, сега. прилично добар потек беше тоа за да се испроба. Пиастри И е во на крај Антонели шампионатот добро лидер. си избрани. Антонели? Да. Да, и Антонели покажа стварно страшно Браво, темпо, браво. али нешто што така ми привлече внимание кај Пиастри беше стварно имаше тој супер трк.
иако го утна стартом многу она многу добро почна Убаво коните да ги контролираше менеджира, да. трка. Баш онака како некој да те шампион што гледа дека нема темпо, пробува нешто преку стратегија. Да. И онака не притиска, не пробува да прави толку можи, значи цетел болид. Јас сум во шампионатот лидер, главниот конкурент е назад, моје си останува, значи да пробам барем на подиум колку толку штетата да ја намалам, пошто Да. стартот нели го на некој начин го утна, а и Антонели имаше баш простор да помини, Пиастри беше Да. зад Верстапен. Да. Проба тој касно нели да накочи во втората кривина, ама знаете тука се погоди Макс, Антонели од натрешна страна успеа Да. да претици, после тоа веќе не ни после мислам дека почна Пиастри да го вози тоа така полесно темпо. Да Си ги возеше чува своја гумите, трка. Да. Седа дека не му се отвори прилика со Антонели. Па некако тоа е тоа што ми привлече внимание кај Пиастри, ете можеби прв пат и се најдува во таква ситуација да не е прв, а пак да треба сега да ја контролира трката, ама овде тој ја контролира трката, не за сите, туку за него. И прв пат се најдува ситуација таква, мислам дека добро се снајде. Па да. И Ко ќе видиш со конечниот исход убаво си Треба- се снајде. Тоа е. треба онака да не е среќен што е Она можеше, да. што е што не е сега што кажам, не знам. Треба да е онака тажен што се велиш, што не е пример во топ 3. Да, бе, не треба се Ама радува. па не треба и да се толку да се обесхрабрува, пошто стварно добро се снајде со тоа што му се даде на некој начин Да. од Ова самиот за старт. тоа беше максимум А вака и сега Пија- што се изведе. Јеби го тоа е. А и Пиастри не ни мислам дека е таков човек што би се тупил например за некој полош резултат, Да, онака што на да. крај не е ни лош Не се резултат кој ќе менува. видиш на поголемата слика. Да, ја Кој кажа дека после квалификациите кажа дека никош нема да биде многу радосен со трета позиција. Оти реално цел викенд беше многу спор, нели, како што кажувавме, имаше нели некои од тренинзите мислам дека ги пропушти, нели со контакт со Дзидо кој имаше на кај Дзидо на шампионите, Да. што е иронично малце, да видиме дали ќе стане дел од таа елитна група, али ете знам пропушти голем дел од еден од тренинзите, не ми такна точно кој. Така да убаво се врати, ете малце се наврати назад бак на квалификациите, ама сакав да пофалам тоа дека не мислам дека нешто ќе му пречи ич четвртата позиција. Особено со тоа што дека Ландо Норис не заврши трката, нели? од страна Спойлер. тој аспект дефинитивно, Ландо за плюс 2 на крај е 0. а можеше да биде стварно. Јас мислам дека не требаше воопшто да пробува за тога, тоа беше веќе како што го кажува Сена, if you no longer go for a gap. Ама он- Ама тука немаше гап воопшто и не беше Види. сигурно немаше да се помени тога посебно. Bro Клучен did збор. Pastor Maldonado. Да. Клучен збор од таа изрека на Сена е што вика дека gap that exists. Да, ама Знаеш што тука затоа постои викам, простор, не да, постоеше не никаков постоеше простор. простор, али. Види, јас уште кога го проба тој амбициозен потек во кривина број 10, нели, кога му се фрли на Пиастри ептен длабоко, ја очекував уште одма само што излегува на Тоа беше рамнина едно до добро. едно. Тоа беше добро, ама Беше само што излегува очекував нешто агресивно од двајцата. Нели Пиастри многу поагресивно закочи во предпоследната Да. кривина и после тоа ете Норис ја претпоставувам, знам што правеше, поубаво да имаш во првата кривина внатрешната страна, али Пиастри нема остави Да, простор, а и не се помести покасно Пиастри, така не беше ништо тој тука крив, си ја држеше внатрешната Да. линија. Норис може би со брзината што имаше и подобро излез, може би требало да се обиди од надвршната страна, али ете тоа е може момент на стотинка и треба да одлучиш тогаш. Забрзувањето може беше многу на и после. Да. Пак тука мислам дека му влие и то не си доволно, као не си спремен, премногу Викаш, сакаш да се докаже агресивен, нешто? Да, и ете, Не заврши голем го. кикс Сакаше направи. притисок изгледа да му клај на Пиастри, ама Али мислам дека и добро спорт од негова спортска страна добар потек направи тоа што стварно ја призна својата грешка Да, одма и то на радиото. и рече дека Знаеш. ете, тоа беше глупо од моја страна, дека како и ние беше реков. стварно глуп потек и можам само да кажам Извинете. да, Да, на се извини тимот, од после на Тимо Ај- и на Оскар. а и Пиастри тоа го кажа како добар спортски потек од страна Да, на да, Ландо и кажа дека нема ништо ова да смени во понатамашниот тек на цела сезона. Види, јас само што можам да кажам е конечно, искрено.
конечно прв пат ова сезона мислам дека еве се во шампионска битка, ама немав меѓу битка меѓу нив. Најблиску што имав беше во Имало така еден Како потек, што али рековме со Мартин. да, тоа дека Има се битка за чека. титула, Не, мора да, има тогаш не дуели. беше дури битка, ова беше битка. Ова беше расовна да, битка. баш битка што Конечно, заврши еден на еден да ги интересно. видиме. Да, убав исход, знаеш. Сите познати битки за шампион и за шампионати што се бореле имале некој инцидент, онака што имали. Така, Еве да. ова ќе биде можеби познато при крајот на сезонава, така Ова е да. првата така ете поголем инцидент. Се надеваме повеќе. Беше прашање на време кога ќе се случи. Буквално ме подсети инцидентов на малку на Мерцедес во 2016 во Шпанија, ама многу малку, Мене нешто кој ме пошто потсети. и тогаш проба нели дали Хамилтон да ја Хамилтон. затвори таја линија. Не, Росберг проба да Росберг, затвори, да. Сори Хамилтон да Росберг, натреба. да, Росберг проба да ја затвори линијата, Хамилтон немаше тука простор, Ајде, па да. помине, па и ова на некој начин Ама гледај, уште по споредба имаш баш во Канада во 2011. 11. Батон и Хамилтон, Батон нели и Хамилтон. Да, и на истото да, место, да, на истото На место. истото место. Батон проба да му затвори погледнете, му Дежа беше ву. скроз идентично е. Само тоа што мислам дека заврши полошо за како беше, усреда сакаш заврши за полошо тој што проба од натрешната страна, Дженсон така да, Батон ја тепаше трката. да, да, Хамилтон не заврши, еве сега и Норис. Тоа ете се случува Да. дека и има случајно, еве и тоа е интересно што е пак за Макларен, пак двајца возачи што се We've бора. seen this before, кажи. Да, да, видено ни ова. Да, ма не Том не ни е видено, Да, ама да, ја го знаеме. Да, како клипче го имаме видено нормално. ситуацијава беше дека се знаеш се бора за Да, да, титула, зашто? али ете истиот тим, истата трка, Патека. истата Да. случка. Би го завршил мабетов со Макларен уште со квалификациите. Морам да спомнам дека тоа што на крајо решија да ода на C6 гумите, а не на C5 на средно тврди, може би ги чинеше малку. Дефинитивно, да. Се виде дека со C5 гумата има предност над C6 на квалификација барем. Значи, особено ете пак тој тренд C6 гумата да се мачи со грип, значи да лепи на патеката. Не може доволно во зачите да ја загрее во таа температура за да возат добри квалификацијски кругови, а пак C5 гумата и таа гума што лани беше софт и се квалификуваја Да. сите, значи Расел и Максима исто време, а годинава еве на истата гума поставува едно 6 десетинки до 8 поиќе побрзо време како не се лажам. да. Дури ете Многу сега чудно може тоа е. да се мислам дека ако немаме ништо за Макларен, Па прашање немаше. да, ете во право си. Ова ќе беше голем кикс ако ги забораваме. Ајде да му посочиме на Вредно. гледачите. C6 е софт, меки гуми, тие C5 вако ние кажуваме посериозни Да. термини, еве да не измислите. Кажуваме некој кодај. Да. Озбилно. Гледаш ги заборавме прашањата. Ова е лошо. Лайв се случува да знаете дека нема като е оде. Прво прашање имаме еве од Lazarov.m. Дали со овој потек Норис ја изгуби титулата? Види, ја едно нешто ќе кажам, еве сите го критикуваме Ландо Норис, лоша сезона, лоши перформанси оваа, ама човек ако мислам дека треба многу да е благодарен што уште на некој начин во игра за шампионатов, онака гледаш дека, знаеш, се гледа цело време дека е подобар Пиастри, а разлика е само 20 поени. 20 и нешто Да. поени, така да Ландо Норис ако еве и си ја врати некако само довербава и се тоа, значи тоа покажува дека може да биде уште во игра. Ја не мислам И дека е уште. крај, не ми отпишам дефинитивно. Така. Сега зависи како ќе се врати од оваа трка. Од оваа трка може или да го мотивира да прави помалце грешки или да го сруши скроз. Кој што си е Ландо поемотивен човек, мислам дека поблиску сме на полошо отколку на подоброто, али ете ќе видиме Австрија останува да докажи како ќе биде. Ја мислам дека дефинитивно не, со овој потек може само да научи како возач и како се што и како шампион иден можеби, така да еве очекувам да само да научи од ова, да не опајџа. Битно е да не си замени Пиастри со титула, треба некој со изболи што ќе се бори со него, така да ја верувам уште во Норис сега. Не го Добро. отпишувам. Јас би ти го продолжи муавето, би се согласил нормално со тебе. Јас мислам дека нема да му падне само до вербата на Норис. Јас би мислам дека ова повеќе ќе го мотивира, пошто стварно пушти потек кај што е ризичен. А тоа од Ландо многу ретко го гледаме вака посебно во битка со тимскиот колега. Многу ретко го гледаме и баш мислам дека ќе го мотивира, нешто мислам дека уште посилен би се вратил во Австрија и дека баш очекуваме
Да, добар ама резултат. Потегов не му заврши кој што сега, треба, да, така да али не се ама малку е- исплашен да биде. Ризичен потик е нормално, а тоа е многу ретко од Ландо што е како да речем, многу постегнат воз не експериментира толку. Да. Да, Не, знаеш кој како ќе е работа? пробува некои си ствари Пробува што и стварно тоа е не добро може да да се пробуваш. направи. Овде проба па Нешто се не Јован беше извадливо. не можеше, да, ама па ете на некој начин може би и тој размислувал се, тоа е значи буквално моменте или Да, нешто. стотинки да, се да. во прашање, да. Ние си мислиме дека е споро, вака нешто го гледаш како Ја би рекол како исто. гледачи, ја во моментот сигурно е Да, сплит секунда. Ја би рекол исто дека нема некоја, не е уште пак има битка, дека ќе има, не, ова е само почеток, ќе го кажам, на еве шампионската битка ајде, за дај Боже ова да гледаме сезон. борби вака. ова е почеток кај што сега Ландо треба да стварно да го направи тој пресврт и да докаже зошто е уствари дојде во позиција да се бори за шампионат. Знаеш што ме секира само, извини што Ајде, те не, прекинувам. нема. А ме секира само например, кога че некој возач е вака како Норис, например, што му требаше долго време за да направи нешто агресивно и амбициозно против својот тимски колега и сега конечно го прави нешто и не му успева. Дали се например нешто како што е таков тип би се исплашил уште повеќе и нема се ич да пробува и цело време ќе се биди за него. Се надевам дека нема би така, ама тоа ми е така како дилема за дали би му влијаело Не знам, лошо. ете, јас прв пат да мислам обратно, ја мислам дека во нешто повеќе би го мотивирало да експериментира. Се не до толку лоши потези, нормално. Не знам како би те мотивирало ако се исчукаш да експериментираш. Добро, уште сега повеќе. јас така мислам сега според мене дека јас не знам во Ландо ете најме дека е таков тип на човек. Не знам ете. Не знам. Не знам, Ако стварно не сака- знам задума. како да стварно ме задума онака. Ако Збуни. сака да биде шампион, ова само треба да го мотивира. Да, Пошто ова треба да биде само Ова почеток. да, мотиви јас мислам. Дефинитивно. Ова е процес на секој шампион. Секој шампион прави вакви грешки, еве. Нормално. Значи се со Марк Вебер во Турција. 2010, значи не што ги спомнавме Хамилтон и Нико Росберг. Сите тие такви битки треба да го града него како шампион, а пак не да си речи еј сега јас грешив, сега ќе одам на сигурно. Сигурно во ситуацијава нема освен ако си прв и да водиш со 20 секунди, така да биш сигурен. Ако што не му оди во Q3. Еве имаме тук исто прашање за Норис од Мара 2205. Што мислите за потегот на Норис? Типично. Мислам Исто- дека и на типично того прашање, не? тоа го одговоривме веќе Да. сите, само ги заборавивме накратко. прашањата, али накратко немаше каде да се оди, немаше никаков простор и тоа е тоа, буквално едноставно проба нешто што не може да се Лош потег, изведи. ама го респектам ја што пробувате. Иако Да. беше невозможно. Да. Има И направи забава на која така. имаме на така подетална можеби анализа од нашиот најредовен како да го кажам Па не. фан што поставува прашање, поздрав до Ива Пановски Давид. Поздрав. Дали поздрав. сега може да се каже дека Пиастри е исто агресивен со Макс, а ќе добива многу малку хейт или омраз? Не, ја мислам дека некако Пиастри многу пресметано агресивен е. Не знам, уште го немам видено да ги пречекори тие граници што Да. Верстапен некогаш ги прави, така да мислам дека не е ни блиску, ама е најблиску сега што имам видено. Мислам дека Ландо Норис пример да беше во позицијата на Пиастри што беше онде уште во предпоследната кривина че изгубеше позицијата пример од Да. Пиастри. Али Да. ете Пиастри закочи покасно, ама не го истурка Норис пример од патека што го направил што би го направил Верстапен, така да не би рекол, уште немам видено например да направи контакт инцидент некаков така подраматичен и така да ја не мислам и дури не се случи, не би го категоризирал како премногу агресивен возач. Дефинитивно. Да се смене, еве, како што беа, например, Ландо да е напред, на место од Пиастри. Ландо тука пак мислам дека би направил грешка и некако би поминал Тоа тука ти викам, Пиастри. Нема Тоа е ни да има стварно потреба од онака, агресија како за Пиастри. Ландо би се штрекнал ете во таков момент. Не, Ландо не би ни закочил толку покасно. Да. Пиастри пример прекасно закочи пола болит на Норис, му беше понапред. До последната кривина, али Пиастри многу убаво закочи пресметано. Ја фати во кривината. Можам да се сложам со сето што го каже дека Пиастри е понака појќе ги пресметува стварите. Покалкулиран, да, поќе калкулиран. Не би се надоврзал со ништо, еве
нели како што кажав, Пиастри вози многу паметно и потрпеливо Да. отколку Норис, пошто знае дека е тој ја контролира целава работа. Го значи, размислува потега. и сега топката на Мекларен е веќе кај Пиастри, добро. не е кај Норис. Да. И многу значи Пиастри е за мене предобар возач, значи не Дефинитивно. потенцијален шампион годинава, па и можеби и И понатаму Да. дефинитивно. Така да простете за прашањата стварно уште еднаш, Битно не се али битно заборави. е Давор ги запамти. Тука е пак со нас. Можеме да преминиме на Мерцедес. Се врати на Точно. втора позиција. Преиже сакав да се врати на втората позиција, тоа што преиже сакав да ја направам транзицијата, ама не ми успе, тоа што на средно тврдите предизвања. гуми Расел нели Макс, па Расел беше еден од нив што проба на средно тврдите гуми и вика сам јас ја гледам таа то растојание од претходниот круг на мојот Да, таа делта. телевизор Делта. Вика јас сум 6 десетинки побрз. Да. Си викам леле човек, што правам јас? Да. И врти во последната кривина, баш Тоа е кај лошо, да. Дидо шампионите, вика тука малку вака се подопуштив. Направам си викам пребар сум 0.6 Да. вика пред старото време. И Да. ете му се исплати тоа. Паметна одлука за Расел и ги имам приметено секогаш. Кој ќе земи пол позиција, секогаш састава последен да е што ќе го заврши својот круг во Q3 пример, што мислам дека е стварно убава тактика за Расел и ги имам секогаш приметено на радио, тоа го сугестира на тимов, неш му вика, сакам последен да излезам, оти неш најубаво ти е сите има поминато веќе па такава извозена убава All in, грип да. имаш се така. Може би годинава еден да, круг ама е. претходната година пример не беше таков случај. Мораше прв да постави времето, пошто има Да, исто да, време. Да, за Канада, да, така беше. Тој го Али спаси. можам да се сложам. Дефинитивно Расел овој викенд барем покажа зошто е топ 4 моментално и зошто се смета во таа табела како конкурент за шампионатот. Иако ние сите мислевме дека барем јас конкретно мислев дека нема Мерцедес да се борат, али Да. еве оваа трка докажа дека уште има некој ас во ракавот и дека се спремни да му дат на Расел тоа што му треба. Пак, еве оваа трка може да се каже дека е доказ дека не се знае ништо во овој спорт, дека Мгм. до крајо, иако ние можеби неколку наврати ги отпишавме Расел и Верстапен, може да се каже дека се уште се во таа некоја близина, ама ајде да видиме понатаму. Многу ме бендис исто така Кими Антонели. Искрено мораме прво со него да го Легенда. започнам цел муавет, па понатаму може да ќе преминиме на Расел. Како дебитант онака да возиш во Канада, мислам дека и прва трка му е во Канада. Да, право му е. Така да Ова дека го критикувавте на минатиот подкаст, дека викавте не, дека прави само грешки. правеше многу грешки, а ти истото е, имаш добра трка во Мајами, па имаше 3 лоши. И јас би сакал да продолжи вака, али овај викенд го искористи потенцијално на Мерцедес. И Мерцедес беа најдобар тим овој викенд. И на тркачко и на квалификацијско темпо. Да. И стварно ме изненади убав резултат на квалификација извадени четврта позиција. На трениците беше многу спор. Ја дури очекував да биде пак разочарување овој викенд, али ете четврта позиција го претица нели Пиастри на самиот старт, па после дури се бореше со Верстапен, беше близко, неш го притискаше да влези Да, во да, бокс. да. Тој фактички беше причината што Верстапен влегуваше порано нели од сите. Дури Тоа да беше се шок. трка со Антонели, ќе си влези во бокс. Така сите пофал беате за Антонели, беше прашање на време само кога ќе заврши на Така. подиум. Сега чекаме победа, да видиме дали ќе Оу. биде до крајот на сезонава тоа, ќе биде Тоа да се еден исто случи. од помладите победници и така ќе ни Па биде кеп втор, на сите. Интернет сензација. Да. И ту Кими не беше дури задоволен со неговиот круг. Рече четврта позиција, не сум толку задоволен, Да, да, мислев да. дека можев подобро. Па Тоа е најбрзи беа. менталитет Да. на возач млад што веќе полека се развива како дел од тој проект на Мерцедес, Да. значи иако е Расел проектов за сега, Али Нината Кими Антонели. докажува Да. Кими докажува дека здравје Боже наредна година ќе му парира на Расел емто убаво. Треба да се задржи, јас мислам овој возачки состав дефинитивно е многу промисинг Да.
Па и Расел му прави вреди. тешко на Тото да Да, го замени да. искрено после ваков перформанс, Да. не знам што би очекувал повеќе, кој возач би очекувал да направи нешто повеќе од Нормално. свој болид, не знам дали мислиш дека пример Мерцедес може и да победува на други трки, па така да го бараш, пример еве Верстапен конкретно, али ете Џорџ Расел со вакви перформанси ги затишуваат тие сите да речем како се вика руморс, такви шпекулации, шпекулација. за промена некаква. Оти тој останува без договор, Антонели дефинитивно ќе добие договор, тој единината, не би се верува Така. дека ќе го замена него. Така да, сега да видиме дали ќе го добие заслужениот според мене договор. Добро е тоа за Џорџ Расел, има добро е тоа што нема онака влак на јазик, значи зборува, провоцира на некој начин и онака многу е гласен за тоа дека јас сум спремен, дајте ми само добар болит, ја можам да ги тепам сите. Да. Значи, а пак, пример, еве во споредба со Норис ќе го споредам, Норис е така по-добар, по-мек. Да. Расел стварно онака буквално, значи му се пушта на макс онака. Да. вика, човек ти вака ти така. И Па и се обиде дури казна да му направи на самиот крај. И Расел е Тоа баш беше онака безбедност Смешно пример. беше, јас се скина под смех. Расел е баш Ја, онака Мене беше многу смешно за мене. пример за како треба да се води една шампионска битка, ако е веќе тој дел од таа битка. Онака Да. провокација, такви некои зборови што ќе го чепна може твој конкурент и се тоа. Да. И затоа ако кој што кажа Мартин Мерцедес треба да го држи овој возачки состав и наредна сезона, здравје Боже, и да уште после ја да сум Тото Волф, уште после оваа трка би му дал договор на Џорџ Расел одма. Да. После ваков перформанс и перфектен викенд. Да. На Види. многу тренинзи, најбрз, на многу тренинзи. На трите тренинзи беше значи стварно брз. Квалификациите значи предобар круг, значи стварно кој што кажа, ете со таа негова стратегија да ја заврши последен, добро темпо. Расел мислам дека после ваков викенд Се комплетира. мора нов договор, ако се сеќавате, нели Чеко Перес по Монако победи доби Да. нов договор. Да. Ја да сум Тото Волф, уште сега би му дал договор на Да. Расел. Види, Искрено. Расел стварно, ја се двај чекам да видам редовно да се бори онака за победи и за шампионатите во иднина. Дали ќе биде ова сезона, останува да видиме, али стварно мислам дека е баш таков карактер што може да парира онака на врвни возачи, еве моментално пример на Макс Верстапен што е таков што не попушта, би се, знаеш, не би ти оставил место на патека и после, знаеш, би те истуркал патека и после тркачите се поздрави, али пример Расел по квалификациите и после трката кажуваше наш интересни моменти, после квалификациите викаше јас имам поени на моја Да, лиценца, знаеш, немам казани поени, ја можам да правам што сакам, Верстапен има 11, нека му е мисли, да. Се вика. Со такви коментари го подбуцнуваш го, знаеш, еве Верстапен не беше агресивен на тркава, али проба нели со безбедносното возило да закочи, па Верстапен малце го претица и знаеш проба да му извади казна, например, знаеш такви работи. Јас како Верстапен фан знаеш че го неичам, али тоа е за него убо што ете Смешно беше овде. Да, и Значи- што е храбар тоа да го прави. Тоа е за спортот добро, пошто Да. кој што кажа за шампионска битка стварно не треба не онака борба само на патека. Да. На патека после трката, Да, значи да. борба на Не ни треба борба на пријатели, зборои, да. ни треба Не може ривали. се Ландо и Оскар да си прават заедно, не знам, на На TikTok забави да, да си да ода, снима, да, а се на бора TikTok. Да. за значи нема смисла. Поинтересно и подраматично ќе биде. И зато Расел е тој што може и тете така да ги чепка тие, пошто стварно Расел чепка, ете, пример во споредба со Норис, што појчето се жали на болидо, отколку што ги чепка, пример го чепка Пиастри или Макс. Појчето вика, ама вие не знаете како е да го возите овој болид, не е така како што изгледа. Да. А Расел, например, е гласен. Да. Јас можам да ве тепам, дајте ми болид. Ништо друго. Таков е, ако може да се бори за прво место секоја трка, ја ќе бидам шампион. Јаве и на оваа трка докажа, значи буквално никој не Макс не ни проба што се вели на стартот да направи некој таков
ама не врда опретица. Да, па ама А и можеше, разна цела убав трка, старт да. имаше многу. убав Не старт, беше да, ни добра спора и веќе, цела спора реакција од Верстапен беше. Буквално Чудо, стварно, дојдов, онака да- По-споро, да. Многу по-споро од тоа што очекував, кој да заспам, ама буквално беше дојдов, видов и си заменив, си тепав. Тоа е тоа. Да, да. Браво. Statement drive. Дефинитивно. И прва етапа на оваа сезона. Да видиме дали ќе се множа. би требало, Преминуваме на Ферари. И Од морам најдобриот тим до најлошиот тим. Морам да го започнам одма тука тој муавет со Филип Апостоловски, така да голем поздрав и еве не е прашање, ама ете Наредба е. желба, така наредба, вика сакам голем хейт за Ферари да дајте. Да, бе, јас. Немаме сили поќе за хейтаме. Да, навивам Искрено. страстно за Ферари, стварно јас би бил многу изнервиран, али сега веќе Не, немој да се смешно. нервираш, Смешно почни станува. да- Јас давам смешно. цел живот хейт на Ферари, пошто Коментаторите си скине од смење. знам како натрешно го функционира тој тим. Да, да. Ете од аспект на фан и така да, иако е сега сменето, тој тим не знам, натрешно дури не се промени, нема кај не никакви Сите да се вратат во борба, Италија, никаква те борба за портирање во шампионат Италија нема и- да има. Тие само че прават аура маркетинг и толку учете маркетинг од Ја не Ферари. знам како Леклер би можел да има полош викенд од овој. Знаеш, имаш ти контакт, инцидент во првиот тренинг, го пропушташ цел, пропушташ вториот тренинг, ај третиот, ајде помина. Како што помина на квалификации покажуваш темпо, али ти за сметува некој возач не можеш да покажеш да се квалификуваш на добра позиција, се квалификуваш Стварно осми, имаше темпо добро. имаш добра стратегија што испадна со Норис дека ти дава можност за темпо на крај да имаш да се бориш. Знаеш, беше 3 секунди за Норис. Рачунај да беше и Леклер во борбана за подиум. И на крајот Ферари ти прави стратегија отврди, пак натврди, што ти гарантира дека мора да влегуваш на пак уште еднаш во бокс и на медиум. И стварно тоа беше, не знам, стварно жално за Леклерот и ете единствено тој што беше крив беше за инцидентот во првиот тренинг, али тој пак си покажа темпо доволно за да се бори на трка, ама ете стварно не знам што да кажам за Ферари, сите фанови, сите коментатори, сите не знам, Сите се смее. еднаш прв пат трка да гледаш во животот, ќе процениш која е добра стратегија и ќе задлучиш дека она не беше. Али ете Ја не стварно- знам зошто ете не го слуша Шарл. Шарл му кажува дека сака едно нешто пред Ито. тие му дава сосема трето. Ама и што е Еве, секако, наинтересно? секако ти изгубена сезона, бе. Стварно нема да се врата Ферари никаде. Ма не може никако. Не, ова е нула. Ама Барем што- слушај си ги возачите твои. Тој вози, тој знае што треба да да, ради. да. И ти му Точно. даваш шит стратегија. И Ма што е? после радио зошто сум вика на нови гуми, ама не, ни ти рековме нови дека ќе бидеш. Ама Ние што е- ние сакавме план Б, да. Сакавме Да. план Б, вика. Ама на интересно А е што го пред план С. манипулира. Знаеш, му вика, Да, да, оди манипулира, ме на стварно план, манипулира. прво му вика оди ме на план Б. Леклер реко, не план С ќе биде поубав. Океј, Да. копи, знаеш, кога се согласуваме. Влегува во бокс и Леклер се збунет зошто правиме вака и он вика, па на план Б сме. Да, бе, да, да. И сега замисли тешка ти возиш манипулација. двор, замисли, стај се на позиција на Леклер, жити мене, онака нешто. Ја се паркирам возиш тука. сега сега. и сега се договарате за план С и ти прават план Б, онака. Не стварно, можам че да не се знам што треба ставам. да вадиш. Тешко му е на човекот Да. како проект на Ферари цел живот. Па и нели пред да почне викендов имаше шпекулации дека може би бара нешто, многу имаше да душа шпекулации за Ферари. Ферари секакви. викендов, да. Растур беше, да. И за Леклер, и за Хамилтон, и за Фред Васер. Али јаве за Леклер дека може би сакал да се заминува после 2026 од Ферари. Да, ама Искрено тој нема да го после кривам. тоа ги демонтираше сите тие демонтира ја. Да, да. шпекулации, тоа само Да. шпекулации пак. Али пак, ете, кој ќе почна, знаеш дека во шпекулациите кој ќе почна нешто се Мене ми е случува. најмногу криво само за Кеш Така, има чака чак, кеш Хамилтон. има чат и Моган, Кеш има, сакаш. да. Многу ми е криво за Леклер, пошто имаше и потенцијал за пол. Прв сектор беше најбрз. Да, да. Да. Али ете се погоди тука Айзак Хеджер. Хеджер. И тоа е тоа. Му го запракна круго на крај. Много како. За жал. Стварно е. Али циркус и Ферари. Ферари. Само поен збор за трка на Ферари викендов циркус. Тоа време тоа нема, Класика, не е тоа само е. за Ете тркање, Шарл секери што сезона. сгреши, окей, сгреши прв тренинг. Втор го пропушти. Ама трет тренинг покажа супер темпо. И на квалификација. Луис имаше, наравно, онак прв пат ја во цела сезона Луис има баш онака добар викенд без некоја си голема, без да се мачи со болидо. Да. Па да, може се Луѓе, рече, али пак не знам. Али пак, мислам дека тој тим се покажува дека Шарл е звездата моментално и дека Нормално. фокусот треба би пак на Шарл, не на Хамилтон колку толку Да. Барем за оваа сезона, да. годинава.
Ама еде пак комуникацијата на Ферари е голем проблем. Цело време станува проблем. Ја не знам зошто, кој што рече, не ги слуша во сачите. Тоа е проблем и кај други тимови. Пак тие се оние кои најдобро ја познава, па текаат и тие услови. Гледаш сега дека еве и во претходните трки, гледаш дека не ви одат тактиките, барем дај му еве на возачи, пробајте се еднаш, разбираш, пробај се еднаш. Во Монцете тоа се случи. Да. Еднаш погоди е што се вика тактика добра и онака. Ама окей, се ти види се Леклер сака да на план С. Да. И е сигурен дека тоа успева. Овие си има во глата врзано план Б. Да. Веќе ко си замислил дош на план Б, кажи им одиме на план Б и толку не нема друго, значи план Б крај. Криви го возачо после ако Да. веќе ти така ни рече че викаш и тоа е. А овие план С. Не, замисли онак си Леклер сака план С, овие добро. на питбол вака си вика. Не му речи ми план С, ама ние бечо ти. И онака си со Леклер. Замисли. А направо е така вика. Кизе колку ме Се смешно драпа на со питбол. Леклер. Стварно е не. А да му ставиме Да. тврди. А што викаш вика? Замисли го, Да ми че ми интересно. смешно тврди да му клака сега. Стварно така испаѓа. Не знам ја што треба да кажеме друго. Ожи нема да видиме на подиум, ама дај барем. Ама 6 и 7 Да. сигурно ќе Ама видиме. дај барем, нека не пишува, нека не Барем хејта, бестинак има за Барем нас. смешно да биде. по медиуми, барем да се знае. Види, стварно, еве, да кажам и за Хамилтон, нешто што ме изненади, што имаше темпо, се држаше со Норис на почетоков на Да. тркава и со Пиастри пред него, али ете, стварно несреќа за него што чукнал во мрмот, онака животно карактеристично за Канада, оние што се појавува да, покрај да. патека, знаеш што ги гледаме ние не некош на можеме да го камера. видиме пошто нема пренос Да, за тоа. нема, Сигурно ама има тоа- кажа, ја. F1 не гледа. Тој не сме да го да. Да, не сме Да, да го да, да, ќе види На график TikTok контекст. може да А и што ми е интересно, што ја покажува стварно хуманова страна за Хамилтон, отпосле од трка ако дознал што се случило, човеков не му беше гајле за болидо, вика мене стварно ми е жал што го удрив, знаеш, вика јас како човек што се грижи за животни ми е стварно жал. Ама тој се бори Е, за тие работи. да, да, таков е, да. таков малце. Ете, Не. замисли, не му е Вау. криво што изгуби, а стварно имаше добар перформанс, ете, може би во топ 5 да заврши имаше. Човек што 7 Али- пати победил на ова. Да. Да, значи ова патека е најгова што се Патека види. негова, ама заедно. Тука е дела првата победа во Статистика јака со И Михаел првата Шумехер, така да. Не знам, Ферари стварно веќе станува. Колку и да ги пофалиш. Да. Што треба да Убав кажеме? викенд, следниот викенд комуникација Дупка. нула. Да, да, да. Единствено Не, добро ете за Ферари што се крепа некоја година, е само питстопс. Одлични Толку, питстопс. Пак еве толку. 2:0 ете за Хамилтон. Тука беше не знам. Другото, стварно добри питстопс прва година, за друго ништо не може да ги пофали. Има ја добро тркачко темпо за мислам може во топ 3 подиум Шарл треба да го беше. искористиш тоа тркачко темпо, него барем тактиката четврт. треба да функционира. Ако знам. немаш добра тактика, џабе ти е тркачкото темпо после. Да. Не знам која е математика кај Ферари. Како треба да функционира еден тим, еве да ги направиме во споредба со 24 сати во Лајман. Ако таму победува, Контрастно скроз. Ферари ги тепа последниве 3 трки 24 сати во Леман. И сега два тима на подиум бе. И два тима на подиум бада се. Браво. Значи тој како сепак не тепа Ферари, туку тепаше приватен тим поддржан од Да, Ферари, да. или пак се вода како Ферари. Да. Ама таму како функционира, значи одмак вете почна трка, кратки зборови сега за Леман барем кој сме како сме кај Ферари. Почна значи тркава, тргна ја таму Ферари, не знам точно каде, али кога веќе дојде на првото место, цела трка не ги претица никој. Да. Тоа Се е. Порше доминира заврши до крај. вторете, ги раздели, има ја казна нешто Ферари. Знам и буквално само то. Цела трка беа 1, 2, 3. Тотално доминиш. И што е Нека најдобро. гледа и нека учи. Фернандо. Тоа Тото сега доминиш. гледа која е контрастот. Ваму доминира Асено 3-4 сезони, ваму се цел живот во Формула 1 и тие од 2008 нема направено никаков ни тим, ни болид, ни ништо за да дојдат до шампион, до тој шампионат. Да. Јас стварно ги жалам сите навивачи на Ферари. Стварно не знам како издржува. Нема низ хејт ова, веќе, да, поголем да, хејт од ова нема. Веќе Само сочувствува. Да, само сочувство Што да кажуваме, кој ќе се врата Ферари,
кога ќе се врата, Не ги фалиме тоа, само си признаваме. Не знам, Да, Редно јас беше веќе, таче. лично не сум за Ферари, Мини ти си за Луис celebration, Хамилтон, тебе ова треба ти биде. Автоматски некако ме Тешко. поврзува. Да. Тоа е тоа. Види шесто. Преминуваме. Next Почнам year Вилијамс, онака. Тешко. После ваков, после овие два викенди, И ти разочаруваш. Преминуваме на Red Bull. На пак исто почнуваме Верстапен на подиум, Јуки Цуно на надвор од поени. Трендо Стандард си завршува. Си завршува. Си продолжува, така да што би кажале, не знам за Red Bull. Јас сега ти би кажал, и Red Bull ти дава крилја, ама само изгледа на Макс Верстапен, пошто Јуки Цунода никако не едно може. крило дава. Едно крило дава само. Па искрено добар викенд за Макс. Со Со кога не, ално некош. оглед на Ето тоа ги што напива. имаше, Да, добро, ето тоа. што беше што е на 1 поен од бан. Мислам Да. дека, а и мислам дека и добро сега крај готов Австрија, што и да направи. Сега 2 поени се крат. намалува. Сега чули со 9 поени во Австрија. Треба нешто, Со 9, да. нешто треба да направи. Не мислам дека на 30 му се бриша поените, а тоа е ден по трката. Ама тој, ако пример и да ги направи 2 поени, 2 му се брише, така да ќе остане нисто. Не бе, мислам дека му се бриша коче е Кој што големата награда. Прочитав му се, пошто... Мислиш една година дека траа 360 да, дена? му ги дава после трката тие поени, зато. М. Кој што прочитав, јас барем дека му важат до 30. Али пак ќе видиме. Мислам дека е така. Види, ваков викенд му требаше на Макс после она што се случи сето во Шпанија. Те не бев да прокоментирам, може би и поарно, али ете, Ја ти ќе си кажи сега. да си кажам нешто за Шпанија. Види, 2 недели поминаа, искрено, фала Богу што ете помина малце побрзо. Штета што имаше 2 недели до наредна трка, треба последниот резултат требаше да ти види таков прелош резултат. Види, мене единствено што ме разочара тој потек беше што Макс делуваше како да се откаже од борбава за шампионатов, а баш во вака кога си во позиција да немаш предност на темпо, мора да ги користиш сите поени што ги имаш и да е на 5-та позиција, и да е трето место и да е 6-то, мора да си бидиш задоволен со тоа и да се чуваш за вакви моменти, Макларен кога изгуба поени, ти да си поблиску. Еве сега и со неговото возење и со инцидентов намали малку разлика на Пиастри, малку повеќе на Норис, али е пак далеку, 43 поени добро, али ете кад би били, кад например не би се случило тоа со Шпанија најша, али ете барем мислам дека се надевам дека нешто ќе научи од тоа, тој не делува како да така си кажува дека ќе цитирам јас по мој уште призна барем вина, ако ништо друго што е ретко тоа што го прави. Да, Кажа дека не требаше тој потек да се случи. Може би не се извинува директно на Расел, али ете за него треба да си гледа дека тоа не требаше да се случи, не може да сега- си дозволиш ти таков резултат. можда немаше Расел, може друг ќе беше тука. Да, и да. ќе го направиш истото. Да. Верстапен ретко да се извини, нели? Да. Да. Тоа што го кажа и Џорџ Расел, како ми беше чудно. Еве сега иначе една вест што ја читам. Red Bull ја Breaking news. протестира победата на Расел. Ајде да украдиме една победа. Што дека Оу, да. закочи на безбедност на Дека возило? многу као Споро возел. успорил зад Па тоа моментот кога закочи. но тоа возило, нели и Верстапен го претиза поради Да. тоа. Не, ја не мислам И дека сега ништо не е мислам веста. дека ФИА, драматично нешто не е. еве веста ФИА води истрага за тоа дали остал доволно простор. Како мислиш? Доволно простор измеѓу него и Макс. Ко закочи, Мгм. мислам. Дали имало кој ризик на успорил, инцидент? Да, значи кој успорил дали остал доволно простор. И двата фаза значи се фикнати кај стюардите. Па на Така состанок. да Дали ќе дознаеме нешто до крајов на подкастов? ова Ако излезе станува. така Види, нешто, знаеш како, ја ау. мислам дека поиќе шанси има за казна доколку ФИА сама одлучи да направи некоја инспекција, а вака Да. тим кој ќе протестира го прави како да кажам, како процес, знаеш што мора како стандардна процедура, знаеш онака како ќе тим протестира мора да ги разгледаш ти фактите што ти ги нуди, не дека ќе следува казна, али ете да се почитува правилата. Ја не мислам дека ништо ќе биде. Ќе биде баш интересна карма ако Расел пробуваше да го направи казна на Верстапен и сега тој добија казна, ќе биде стварно смешно. И ја мислам дека и кога добија казна многу ќе го врати нели долу, ти завршија под безбедност на возило, сите се тимои блиску. Сите се возачи барем блиску. Дефинитивно. Али да, ја, да. ќе видиме.
Не мора да зависи, мислам и да е казна и да не е, јас сум пак задоволен со второ место, заврши пред Макларен, се намали малце разликата. Малце ми се живна пак надеждите, дали е тоа добро или не, дали ќе бидам разочаран или не, ќе видиме. Али ете, за Red Bull викенд, ја очекував полошо, искрено спори, кривини, обично не му дали. Ето, добро, едно време беше во борба за пол, во борба и за победа, Беше али Расел сигурно беше вака пол, да. доминантно. Сигурно пол беше Еве во- конкретно, во значи треба да има простор од 10 болиди за да закочиш. 10 car lengths apart, така вика. А толку не бе сигурно. Толку не бе. Under safety car, cars must form up in line behind the safety car no more than 10 car lengths apart. Се не знам како би го превели ово. Не, тоа знаеш како е, тоа е за например не смеш да избегаш како да речеме еве 10 А, не дистанца, смеш да да, избегаш да. дистанца. Епа, Да. Затоа име Тоа нема врска со тоа. Тоа е на пример, не знам, оти Верстапен го закочи беше до него. И са Верстапен возеше до него, Расел беше овде. Знаеш да не беше за него Верстапен, да беше за него Верстапен и да закочеше, можеби ќе се чукне. Браво си. Да. Ова 10 болиди е као за, например, ако замени Расел пазло 10 болиди Да, разлика да. од Верстапен, тоа ќе следува казна. А тоа ретко се случува така. Да, оти тоа е голема разлика, Да, 10 че болиди е 10 многу. болиди Тоа е е- 1,5 секунда до 2 може. Да. Еве, no На car другата may be страна од driven- стазата му дојде. Значи, Што? Еве, не треба као боли толку да вози А. споро или Да. Се нешто да Или- нема одлучена или- одлука. или маневар што ќе биде опасен за другите возачи за него, така да. Не, ова Имаше дистанцата, оно мислам. ова не беше опасно, ако Ова се е- гледа само по опасност нема да Не, биде ова е казна. протест. Дај да Да, видиме пак ајде. протестите, зна да. Ај ќе видиме може до крај на подкастот, ризични. па ќе извести Може. сите ќе да знаеме истовремено. Али искрено онака баш ова беше некоја смирена верзија на Макс. Дури и малку и беше као доста ме прашувате за тој Да. поен ми се Кој се смачи, не нервира? можам Веќе да тоа ве сам мислам. слушам поише Да, како да. оставите ме на Еве мене. конечно сега не е во толку голем ризик од Австрија, така да сигурно и ќе намала со прашање. Па да, а искрено и да почнеш може прв на од пол може бе и дајте паш тркат, ништо чудно. Па ја мислам дека темпото беше кај Расел, али зависи како би се снашол со Пак Верстапен пристигнувањето. добро знај да ги исчува гумите и на почеток. Тоа беше фалираше. многу лошо овој викенд, сега дека спомна со гуми, мене ме зачуди колку, ја мислам дека можеби од првиве 6 болиди најлоша потрошачката беше кај Red Bull, конкретно вика Верстапен, Да, секој нели. први влегува во бокс. Пробува Еве некои сега- такви undercuts, Да, ама... фала Богу за Антонели што се најде да ги спречи Макларен тука да ги раздели брзите Макларени од Верстапен. Јас искрено ме изненади Антонели што ја очекував 3-4 круга да го држи Пиастри за него. Тој ете до крај на трката Не, да успее Антонели. така, Браво, да, браво, браво, свака му браво. чест. Ми го спаси Верстапен, си остана на втора позиција. Да видиме дали ќе биде победа. После Ете, казната. Продолжува трендот со второто место во Red Bull, значи Јуки Цунода повторно се мачи. Ете, испадна во Q2, ама па ете имаше 10 места казна. Да. Строга да. казна малце искрено. Али тие се правила. Да, тама истата ја доби и Берман во Монако, да, така да. да. Тоа е црвено знаме, голем прекршок. Така ете во црвено знаме, значи стоп на секакво се буквално. Секако форма на тркање, да. Така да фер казна според правилникот сега за нас можеби Мора не. да се прати прво. Али мислам дека и добро се врати во трката, ете проба да се бори, ама пак тоа второ Поени не беа. место мислам дека ќе се мачи. Иако ете Марко рече дека цела сезона ќе ја Да, води. да, да. Абе Тоа тоа е е добра правилната шанса одлука. да му се да. Ја пак си останувам на тоа дека ова е само као кој влези таму тешко. Дали Исак Хаџар беше запрашан, го видов. дали би реакцијата. сакало не вика. И само вика. Колку беше исплашен на тоа интервју. Супер ми е викал. Супер, ево ресингл, да. Најак беше и Страшно е, Нико вика, Росберг само. вика тогаш овај ме слуша мене. Да. Па и треба да го слуша се, пак број 6 вози истиот број што ги имаше Да, да, да. Росберг. Али да, мислам дека за Red Bull само да видиме дали има некој прашање. Се води кон тоа, ја мислам дека можеби Серхио Перес можеби беше човек кој што требаше да остане во Red Bull, види можеби перформансот беше слаб, али кога ќе го споредиш со овие на Цунода и Лосон, дефинитивно беше половар и поконкурентен. Чеко Перес мислам дека најдобро се покажа Да, овие сега до си се смешка сигурно. Смешно звучи за нас, нешто ние што го критикувавме уште одамна, али ете Да.
На крај мислам Ретроспектива е дека убава работа. сека веќе се докажува кој е проблемот, дека Перес не е проблемот, Да. како што мислевме ние, дека те има и внатрешни проблеми кои треба да ги средат. Да. Можеме и да направиме тука една кратка пауза, да му посветиме време на нашите поддржувачи, оние без кои немаше сето ова да го има, така да се враќаме за брзо, останете со нас. Доколку сакате свежа и крцкава фризура, патете се во населба Точила, кај студентскиот дом Орде Чопела. Пеннете, уживајте во одлична атмосфера. Навалете ја вашата глава и оставете го човекот да прави магија. Но закажувајте си термин со време, бидејќи ваква професионалност секој бара. Една голема благодарност до нашиот близок пријател Секо да Барбер. Доколку сакате да уживате во убаво утринско кафе, да разбиете монотонија и да уживате во убавините на Формула 1 надвор од вашиот дом во убав амбиент, тука е Кафе База, кој се наоѓа во населба Типски во Прилеп. Точната локација имате во описот на видеото. А сето ова што го гледате тука, ова прекрасно студио, опремата што ја користиме и квалитетот што го нудиме, е поддржано од Fun Production by Оливер Ангелески. Тој се наоѓа во бизнис центарот во Прилеп, на првиот спрат. Со Fun, сите најдарги моменти од вашиот живот ќе бидат отсликани во еден концизен и неверојатен албум, каде ќе се навраќате на вашите најдобри моменти и ќе ги споделувате вашите приказни до најблиските. Фино, уредно и неповторливо. Само со Fun. Еве неповторно назад се враќаме со останатиот дел од целата табела, односно тие што се бора во средниот ред. Започнуваме со Вилијамс. Колку што да звучи, Ајде, Адриан, ти треба треба Овај да пат- го почнеш да интересно, јас нема да бидам толку кон настроен, кон не знам, нешто Не е толку голема возбуда, да. Повторно одличен старт, на крајот со лош крај. Да. Ништо ба. Ветувачки лошо. многу старт, особено на првиот тренинг, втори, трет Добре, завршив. те едно поенче за Како Карлос. одеше како првеше викендот, се надолу полоши и надолу, полоши. да. Нешто што не знам. првично експлодира албум. М, Некој никој не рандом. знам. Да. Ме, Добро, пола болид го снема. буквално, То ги имам видено и порано да си ме случило. Да, Не на е прв Верстапен пат. му се случи Да. во значи, 2015. имаш ти Тороросото, надеж, Да. имаш надеж да се бориш за страшно добри поени, што толку да заминиш на патека што стварно му оди на Вилијам, значи Да. и Мене ме Лани- интересира кај се зафркна работа со квалификације. Како онака го изгубија на едно што темпо, нели Карлос ја отпадна во куе. Тајнц отпадна ради тоа што сметаше Исак Да. Хаџар, му Значи, засмета охо. И на него му засмета? излезо од првиот Исак он на сектор мишен на бил. 6-7 криви. Да саботира. Саботира. Саботираш, инаку Сајнс беше на супер круг. Да. Албон едноставно после треба и среќен да е што влезе во Q3. Да. Значи тој таа покривката назад на моторот Експлодира целост. експлодира. Браво за механичарите што успеа да направат во теко на сесијата. Црвеното знаме малце ги Црвеното спаси. знаме, да, помогна. Е, Да, тука- може тогаш да се го Не, Следиш Дусмек, и полица. тој момент не прашува Лсто Лстојановски. Јановски не прашува, тој мене прашува како се чувствувам јас после 2 викенди без поени на албум. Адриан, како Ајде, се чувствуваш сподели. после 2 викенди? Види, ова рачунај го во позиција на привилегија, дека си, знаеш, Да, сега сега. веќе 2 викенди без поени е лошо, така да правите прогрес. Обично викаш појди Не на знам. викендот. Не знам како да се чувствувам реално. Ајде, Онака две и- сум малку разхочарам, а како ќе ја гледам по широката слика, не ни треба да се надеваме на поише. Да. Ако Break every. Да, на дефинитивно. почеток малку се Брекер. понадевавме. Барем јас се понадев, мислев дека ќе имаме добра сезона. Мислам добра во смисла да се бориме барем за не една трка на подиум, барем. Чека има до крај може ќе биде Монца, нешто. Ама еве некако. Евентуално.
Се Ко да чувствувам, ми- го знаете, на клипче, се чувствувам евентуално. така, Адриан сигурно се Не, чувствува. Јас не. Стварно онака сум нервен, гласом ми е фатен ради тоа, не знам, нервозно станува веќе. Да, да, да. Се проблем од Шпанија, наместо да во среда има пауза толку време, истиот проблем се јавува и овде. И како да треба па да како да реагирам. Барем добра трка имаше Саинц, браво си искрено. Се покажа таа алтернативна стратегија, многу добра, успешна стратегија. Еден стоп. Еден стоп Да. и Да. првично да почнеш на тврдите круги, гуми. да, доста круги извози на хрст. Многу Пола трка. При крајот 5-6, влегува дури да. 56. Мислам дека и тоа му даде на Саинц поени. Да. Мислам Норис му даде поени на Саинц, али пак стратегијата беше да. добра. Пички, да, во право си. Стратегијата беше добра, од 16 напредуваше, тука Да. се бориш со сите тие се во ДРС зона, Да. ДРС воз, што би рекле. Да, 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 да. Албон, има да рас- Албон уште мислам дека уште од првиот круг ја изгуби таа битка со Да. Хулкенберг. Тоа беше негова грешка, не од Колапинто, значи Си брани позиција. се бранеше тука. Да, да, да. Албон проба да претица за да го напаѓа напред, значи да ги напаѓа, Да. пример Алонсо и се тоа, ама ете, оставено. Премногу Проба- амбициозно и тоа. И треба да биде малку потрпелив, мислам дека уште од тој момент трката почна да оди долу. Да. А Саинц колку толку можеше, толку само Ај, еден поен. Добро е, ама пак од тоа што почна Вилијамс и тоа Поен е што поен. заврши, веќе Кик Саубер и Астон Мартин освоја повеќе поени во овие два викенди. А и многу нервози нешто го слушам Албон на радио последно време, нели се нервираш исто со стратегијата. да. А и После Тимо сето воопшто да него- влезиме, вика. Не знам. Не разбрав, мислам онака беше out of maц од контекст, не разбрав зошто беше, дека нека не ме слуша. Ко кажував за Ферари, дека и многу други тимови не си слуша своите тефозачи, истото беше, сакав да кажам, и за Вилијамс. Така? Пошто ете, кој што кажа неколку викенди Албон се кара, да речам, со нив. Да. Многу е нервозен. Пасивни коментари многу. Па види, се тој очекувал валјда пора да влези порано, значи се види дека неа перформанс во гумите, овој валјда му рекле остани после тоа по два круга ајде влези. Да, нива И монитор. џабе сега Да. шуј да влезам, трката е Да. веќе крај 80 на Нешто ко Леклер така. стратегија направиле. Да. Нали лошо искрено не знам до што се должи ова. Нешто стварно патека кај што очекував, барем овде очекував да имаме бум викенд, да се бориме. Да. Ко во Мајами. Бум, значи очекував. Ова трка Па е таква многу е сезонава, специјална за некако Албон. не можеш да гледаш на минативе трки од ланските сезони, нешто пример во Мајами, дали очекуваш во Мајами да биде толку Не, брзи, а во не. Канада толку спори, пример. Што е стварно Буквално чудно. Обратното би го Да. очекувал. А и покажа уба слика за сезонава колку е тешко да се оправдаме за прогнози. Дека е многу тешко да се Не. предвиди шо како. Ти не се оправдуваш, Остин, и јас и Адриан, дај, како да се оправдам, јас и Добро, Адриан последно време ја забушавам некако, Да, не да, имам да. осваено Седи, ај, веќе поени. уште малце. Барем не ме Еј. стасувате, барем не ме стасувате. Тоа е работа. Никако да те стасам. Ај. Ти Стварно- мислам дека стварно добро требаше- почна кај тебе, тоа беше Да. клучот. Да. Бум викенд Добро имаше почна. Албон, да. Баш бум, онака. Бум, онака. Бум и Експлодираш, бум да. надвор од А- патека, бум А мотор. како се случи тоа нешто, тоа ме интересира како се случува онака. Нешто. Не ми е јасно. Имене не ме му јасно. се Не ми е јасно. застрафени оние кисни што се прави. Можно е, да, може и тоа да не се. Искрено не ми е јасно и немам Многу се брзи едноставно и тоа не може да се Да. докрепи шесија. брзи, ама некако Брзи и бесни. резултатов не го покажува тоа. Па не знам, овие тимови може и накратко да се поминат. Да. Не беа Фокусот беше некои на си- врво. Да, дефинитивно Racing Bulls разочарувачки викенд. Искрено. Ресен Бус се шести? Да, Ај. Вау. требало се шести. Сега те сецнав. Не, стварно ти хазбеја, затоа ме зачуди кога скокна. Не. да се. Предходниот викенд скокна. Да, па дека Од не бе велики. фете, не сум во тек. Значи, Давор не знаеш, ти вика. Се извинувам. Добро, не бит, не да си Ај правиш, кажи Може би стварно, се ај шести. кажи стварно како се пани ме интересира, онака се немам испурено Пошто ги ничего. немаме ние на пост Да. напишано, дојдовме на снимање директно, така да. Само шама се. Како се да види ама на вика, концерт. Racing Bulls ствари. 28 Може би се поени. шести. Добро, 28. Не,
Не се шести, гледаш Хас. Маре, бе, знам. Давор. Това е работа, Ама бе, види, интуиција, бе. Има исто поени има, браво. Да. Ете, Кој се шести? Хас и Рейсинг Булс има исто поени на поени. Двата поени на Естеван Окон, не знам Значи кој зададе. со Хасчето треба да почнеме. Добро, не битно. Ајде двата наеднаш. Двата наеднаш. Не, па исто поени заслужува наеднаш да биде кажани. Да. Меѓу мојот. Почнав за Racing Bulls, ќе си терам со Racing Bulls, не По е твое. битно. Секако Рейсинг ве ти филм. му ги тараме наеднаш. Лош викенд искрено за ни, разочарувачки тоа што и хаџар на некој начин. ова Звездата на тиму. звездата на тима и според нас најдобриот дебитант. Овој викенд не се покажа баш доволно добро. Мислам влезе во Q3 DAS, тоа е фантастичен успех, али пак направи грешки што Не беше Ете, некако присутен со ги Ги саботираше други саботираше возачи. другите, да. дефинитивно, не знам дали Лиам Сигурно не Леко намерно, Пано сигурно нормално. го најчеле. Да. Сигурно не Лосон намерно, како ама Лосон продолжу, тој пак ја враќа само од вербата, ама пак кода не пак не беше подобар од Исак и отпадна во Q1. Да, се води кон Арвид Лимблад да го замени. Ете и Во дури сме наредна кај година. Арвид Линдблад, може да се напомени дека FIA ја одобри таа супер лиценца што му ја дава на одредени возачи кои покажале зрелост Да. и стабилност пред да наполнат 18 да се тркаат Да. во Формула 1. Така да годинава Арвид може би ќе тестира на некоја тренинг сесија. Тој имаше и доволно поени, ама ти немаше 18, затоа требаше Да, некој да. посебен третман да се направи за тоа. Да. Тоа му се случи со Антонели, нели, и тој доби порано Да. од 18, еве сега и Линдблад. Така да, По да видиме. постапките на Мерцедес Ред Бул оди, Да. мислам дека Ајде да видиме. Линдблад полека се спрема за Формула 1. Дефинитивно. Лиам Очекувајте го на Лосон некој треба тренинг. да го покачи темпото негово за да докаже дека јас уште сум, да речам, заслужувам да бидам во спорт. Да, види многу го сецна тоа што го турна Red Bull од главниот тим. Знаеш, почнуваш сезона си самодоварен, кажуваш Да. коментари И се sad се како враќаш против на стара Перес и пробуваш да сезона. се вратиш на Да. добро со старото. Сега мислам дека веќе многу подолу од некој што било, али јас немам ништо против Лосон, онака би сакал да остани во Формула 1, ама ако заслужува за сега перформансов. Па да, не е кој што Да. барем на стандарди на Red Bull, нешко што си има тие строги стандарди и така да, ништо чудно да не го видиме наредна година. Ако не сподобри до крај на сезоната. Не очекувам да Ајде. направи промена сред сезона искрено, не е толку Не, лош. не. Не, До не се крај ни ќе се чука тера толку, цела така сезона. да, Докрај, да. тоа е сигурно барем. А и да напра не верувам Арвид Линдблад да го зема, туку би оделе на и Васа би оделе ако некоја трка, не знам, не би кога би гледале да Линдблад до крајот на сезона, пошто ме Има уште лиценца млад се сега. бори за Да. Не, таа лиценца повеќето беше за За ова тренинзи. За со Верстапен Верстапена потенцијално и да казна, за тренинзите да проба да тестира веќе еден болид, Мгм. али да, тоа е тоа. Хас. 200-та правиме со трка Хас? за Хас, О, значи мислам дека Хас ете, 200-че. еден јубилеј. Милениум, да, јубилеј. Со јак изглед. Отко гледаме ние може Формула 1 дури малку поназад, значи Хас е нов тим што се вели. Да. Верстапен повеќе трки од нив има. Ја. Да. Нешто Јак што штат. ете а и ова е јак факт да се спомни дека Астон Мартин и Алпин му беше ова 100-та трка, па и на Јуки И на Цунода Јуки му беше Цунода, 100-та да. трка. Самите Со Астон Мартин и Алпин. Како новиот бренд што се. Да. 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 Али за Хас искрено Окон на оваа патека е Цар. одличен и фантастичен, Моди. како што кажавме Да. на почеток. Берман како дебитант покажа некој добро темпо, барем со Окон. Барем пак напредок Естебан двајцата Окон, покажа, мислам дека како поискусен оваа трка ја заврши многу успешно. Да. И пак се води тренд до Хас, припремата за трка на Хас, значи капа доле на Да. Ајао Мацу за... Стварно го сврти. Нека тимот, гледа да. Ферари од Хас. Не, стварно, значи Стварно не, припрема многу за таа добро. трка Многу сјајна. се организирани. Да. Квалификации нема Мацо трка. го крена Хас на
Добро ниво. Да, интересен ми е многу Естебан Окон на патеки, кај што јаке многу јако, онака, Многу ако че е добар, слаб да. некој викенд на 20 пример ќе види цела трка, да речеме, знаеш, не е секој 20, али Да. некој си освојува поени 8 во Монако, нели, освојува поени, сега еве пак е во поени со уба трка, така ете А и Естебан Окон Окон е 9, мислам се во шампионатот пред пред Хаџар. пред Исак. Така да. Браво за Окон, се покажува како еден од реално потценет возач, не е никош во спотлайт некој, не ни можеби некој не ни навива за Окон, али ете си е стабилен возач, онака може да рачунаш на возач, него, да. се покажува како добар тимски лидер и како водич да речеме за Оливер Берман. Може и да учи од него искрено, добар возач, така да ете, да се немале некои инциденти. Нели Окон имаше репутација таква лоша за Да, да, удири да. со тимски да, колеги, за сега еве да не ги зарекнеме Помирење, нема. помирење. Да, Да. Еве кој што реков 9 е Естебан Окон, така да. браво. Стварно, уба Прети сезона за се Естебан. Исак Хаџар. А некој што му се доближува, сега не ги тераме поред, ги тера малку по измешано овие тимови, Океј. Слободно. пошто веќе те направивме Free will. мала Естествено, грешка, му е Нико Хулкенберг. О, Госпо. Вау. 11 во шампионатот и изостанува Во шампионатот. бот зад Хас. 11. Да, бот зад Хас, бот зад Исак и Не е бот нормално. зад 2 бода зад Естебан Окон. Не е Море кафе нормално. Саубер. Не е нормално. Смирете Дали се. има 18 поени има? 20. 20 поени, брат. Саубер има 20 поени. Лан има Браво. колку има? Стварно, Четири. Нико Хулкенберг. Осте ти. Свака ти част, стварно, ете, Лани Пак имаше... добра трка ете. Да, Видиш. Не било среќа во Шпанија. Не, не, не. Кога заврши трка? Осми. 8. Осми, да. Во Шпанија 4 поени 5, плюс. Да. Да. а претходните трки 13, 14. Така му се 13, 15. И после ево ги гледаш. Пети. 5 и 8 сега. Значи, фантастичен возач. Ајде, Фантастичен. дали ќе направи 3 соред во А и Австрија со поени? викендов беа стварно А добри. може да онака, може веќе да се не се очекува последни. некој добар Во резултат. Австрија? Поенче може да се лапни таму. Види. Австрија, што да робо- ти кажам, многу не немам очекување, искрено. Не знам. Не, од никој си правиме муабет за Габриел, не. Е па од Абе како види, пак тим. се покажува како ја мислам дека веќе 2 трки со ред не се најслаб тим. Од А каде, беа, од пет каде во трки со Шпанија ред па на беа- пример јаки да бидел. Да. Затоа- Уно- Ама не, за- донесе надзград битуваш некој еве Нов битни пот, што тогаш да, донесе. Да, што еве донесе добар перформанс за последователни поени, али ете ќе видиме, ама пак се убаво се како што кажу уште од првата трка тие си исполни очекувања за сезонава, се е сега бонус. Така да ете само може да ни изненадува, да не разочара, не може, лани беше разочарување и така сега. Да, Да секој гледа ова е да не се пун. последни. А и мислам дека и во еве не провери, ама во шампионатот за конструктори сигурно не се последни. Да, и да, после сега поени. се деветти, Деветте, да. ама се Ама близко веќе се. се многу, да речам, поени пред Алпин, што Да. се 10 и се 9 поени пред Алпин. Браво. Еве, Ако што е ајде, тешко да освојуваш поени вака да со кажеме тимове. еве за нив, па ќе завршиме со Астон Мартин како Ајде. осми. Алпин искрено не знам. Баш Кола разочарување. Пинто се покажа подобар од Гасти, нешто Прогрес што да него кажа барам. очекувавме Да. викендов. Колку изврши до сега трка? Јас сакав да опишувам изненадување, Кола да ви Пинто? кажам уште Да. од сега. Ова му е Четврт. четврта. Да. Мислам дека има уште две Да. до тој договор или уште Австрија па ваќе Не, во Силверстон ќе пет решава. па ќе се одлучува. Е да. па изгледа во Силверстон ќе А. решава. Али Ако ете, ете, ова- ама Бриаторе као демантираше тоа, вика, 4 до ќе крај. вози докри. Види, ова е че кон правилната насока Па, за да. Франко. Не освои поени, убави квалификации имаше. Еве јас кога ќе кажам, не знам, нешто ми кажуваше да опишам за изненадување, бев многу блиску. Се одлучив за Расел, што беше на крај пау од Лука. Па да, Али ете, да, јас Па и очекувам Колапинто сега од Колапинто беше- само подобро. изненадување пола, да го речем искрено. Никој не очекуваше барем Барем да беше жуи пред нас. Гасли, да. Ама па ете трката не ја измена Джира ја добро, а беа во Мм. добра позиција за поени, беа нели 9, ако не се лажам, да. Десет. Не, 10 Хулкенберг и претица. Ама еве пак да ако беше инцидентов, ќе завршеше 9 Колапинто и ќе имаш поени. Да, да, да. А ете, Гасли уште кон на квалификациите се Гасли да, запракна цела трка и немаше. Викендов никако. Ми квалификациите испадна и се Да. запракна цела трка. Само си ја Да. прави. А и остана Бриаторе денеска. почна да Ја демантира. симулираше трката. Да. А и Бриаторе као почна да кажува стварно сме лоши, треба да го Да, поправаме чудна болидот. работа, и не константно. И еве болидот. уште еден голем колапс на Алпин е нивниот извршен директор Лука Демео Мм. си даде оставка. Се растура замирува, вака империјала виѓа. на Алпин.
И мислам дека ако имаше спекулации дека Бриаторе ќе превземи таа улога се зема. на групацијата Сеќа се Рено. да. Технички директор вака зарад. Значи, не, Уште возач да Лука стане. Демео е Доста е, влегувам во лидо, доста е, сега Накратко. почнуваме. Лука Демео е извршен директор на групацијата Рено, Рено, што да, спаѓа да, да. Алпин. Мгм. Имаше улога во тимот Формула 1, тој ги решаваше тие као главниот збор го има тој. Па тој беше мислам клучен за одлука со Колапинто, тој и Бриаторе. Да, и клучен беше за менувањето од Рено во Мерцес наредна сезона. Аха. И ме чуди стварно оваа одлука, дали тој сам си замена, така не е отпуштање. Да, си Не, помнам се него составка. во- заминува, тоа него е. И- Ова е мој тренд нешто во Алпин да си се заминува. Се шпекулира дека разочарува Се сред рачува сезона. гледане и вака еден по еден гледаш низ врата си заминува. да. Вајда ете како тоа што се спекулира дека ќе превземи главна улога во групацијата Керинг, што ги држи брендови како Gucci, Balenciaga, се то не знам. Добро, тоа е друга сфера. Како е Значи, транзицијава, али да. Дали се должи на тоа, пошто таа групација се мачела, како што прочитав. Не знам, Алпин убедливо се последни може да се каже сега. Не Сега се да, собер. овие викенди да, убо едно време Колапинто, беа искрено ми е добри. мило што Колапинто покажува зашто е во Формула 1, пошто Зашто е Духан добитна немаше шанса. таква трка. Колапинто ја доби. Да, квалификации имаше, трка не. На Вика трка се гасни надеваше беше и на секогаш подобро. Q3 може би вика, ама. Колапинто дури да, имаш таква изјава. Колапинто можеше да се поеништета. Ми е криво искрено, ама ете. Старто, ја мислам дека го зафрли. Полека почнува да го навикнува тој болид, али пошто беше ставен као без никаков тест. Да кажеме нешто. Без ништо. Гледаш, почнуваш да влегуваш во форма, а сега гледаш имаш уште две трки. Да, Се да, тука е тоа тука е малце Еве ако зафркнато е тоа. вистина тоа за Бриаторе дека кажал дека ќе биде до крај. Еве што се надевам Да. веќе ако е Така, направена заменава рече нека као- тера до крај. Кај го Да. пишува тоа, ама па не знаеш. Не можеш да стварно. знаеш, Не се пред- не се предвидив менува човек е. сега Као многу и сега брзо да се пишуваш менува дека има работите. 5 трки. Така да, И па Да. гледаш. не знам. После овој резултат, ајде, нека оди на убо. Јас, Да. пример, не мислам дека Джек Дуан заслужува да е isfrен од спорто, али еве Франко Колапинто ако веќе тука, нека му се дај време, Му треба, да. покажува еве конечно. Неш се е до самодовер. Ако е Точно. стекниш таа самодоверба и сега еве да градиш нови добар резултат, ќе си имаш После, подобра кариера, Сигурно пример да, во Алпин. да. Резултатите сами по себе ќе се. Да. Може да заврши, мислам, и со Астон Мартин, како осми тим. М, Алонсо полека се враќа во, мислам, тој беше може би во нека форма, али овие две трки последни, мислам, нека освојува поени. Да. Така да, А Ирлија. Алонсо искрено и добар викенд, квалификации, одлично се квалификуваше шести, заврши осми, Да. Седми. седми. Седми, да, седми. Да. Ах, колку не ги... Не, Ако е не затоа ги- сме Затоа тука. сме тука ние Да. подсетуваме. Тоа е. И самиот Фернандо кажа, ете, после Имола вика почнувам вика да секнувам поудобно се чувствувам близо. Не правам толку грешки Да. и е веќе се по-комфортабл е, ќе кажеме. Без Поудобно. Of the rest Без завршува. да рест. Така да и Астон Мартин се приближува полека до Хас и Да, до а остали. и интересно за Астон Мартин уште пред да почне викендот, нели Ленс Строл ја пропушти минатата трка, имаше као знак прашалник дали ќе вози за Канада. Да. Јас искрено, значи ништо против Ленс Строл, али многу сакав да видам Филипе Друговиќ да добија Да, таа и ја шанса сакав, пример. и ја сакав со тоа. Тој сакал, и тој е мислам еден од возачите што не добил шанса, а најмногу што ја служува. Значи, Да. можеби не освои Формула 2 на прв обид, али беше еден од подоминантните шампиони што биле во Формула 2, така. И да освоиш Формула 2 е тешко, не Да, се освои. а и освои со многу поени разлика, како што Да, памтам да. до вториот, така да. Тео Ете Порчер штета беше што втор, е што е во Академија на Астон Мартин, каде што едно седиште ти е резервирано од сино на главниот на газдава, а другиот ти е Себастијан Фетел или Фернандо Алонсо, така да немаш Дури простор. сме кај Алонсо се вртеа шпекулации дека Дейвид Крофт, тоест го кажа, Одма глупости ќе кажа. дека се шпекулира да се врати во Алпин, као Не, ја има така таа е. живеачка со Бриаторе и се шпекулира таква некоја Не, Фернандо Ама- Алонсо цел живот чека да вози болид направен од Едриан Нуи и Да, сега ти ова да се ја само пропуштиш. шпекулации. Да, знам, значи, знам, Крофт да, интересни што моменти. слушнал во тој падокот. Да. Госип, не верувам. госип некој ток. Види, сигурно, нешто госип. интересно за Формула 1, што мислам дека сите шпекулации има мала вистина во нив. Нешто онака, буквално кој што Не кажа дека невозможно ова. Сега дека што има чат, има оган мал, дали е пожарче, дали е Така СИО беше со Хамилтон, е тоа. Да. Па ти Бриаторе викам. е
Многу јак човек за тие плюс работи. Девид Крофт е еден од луѓето што е најмногу навлезен, дефинитивно е Доста излезен некој информиран. муавет, да. Така да. Ја не мислам дека ќе се случи, али ете да останува Нема- да нема дека видиме. нема Да се успех, врати ама- пак во Алпинот како што Да. се разделија така прелошо, не би Да. очекувал. Али Алонсо никош не се дешаваше да се Од направи тоа. еднава страна за Астон Мартин треба се да среќниете. Алонсо поени, ама од другава страна па Лен Строл се мачеше цела Дури и трка казна, и лоши ете, квалификации. На трката 10 секунди. Мислам дека уште Така, можеби да. не беше доволно спремен, можеби со нели операцијата имал запад. Па и може би се форсирал да се врати на Да, такава за неспремена да не даде шанса при на друг Па возач. домашна Се надевам дека не е патека, така. ме Да, да, да. види, сигурно Да, нема сака да покана. да сака се да вози. отстапи место Да. на Друговича, ете барем 70% е спремен да се трка. И видов на многу, да речам, така слики, кај што ја крија операцијата. Цело време раката му беше во джеп. Тоа ти викам, Не, да. не сакаше да му се гледаше тој ти стегач на зглоба, али не сакаше да покаже тој зафато што го има па овде вака негде кој што гледав на онам. Значи дефинитивно не бил 100% спремен. Да, значи уште му беше Форсирано, раката да. во така помал Да. завој, али ова е Очекувано така домашна малце патека. Строл. Малце себичен е за се тој за се да Не, неговото мислам дека седиште. ова е за него, ете, па не е добар резултат, ама во со оглед на тоа со Да. повредата, мислам дека треба да е задоволен што успеа се трака пред своите И што си го задржав наливачи. седиштето уште еден ден. Па и ќе го задржи и наредно. Да, да, да. Мислам дека за тимовиве тоа е тоа. Големата награда на Канада ете така малце подетално. Од страна сите тимови, останати прашања немаме, така да можеме да преминиме на фантази лигата, Па, кај што ги кажуваме топ 3 најдобри поени и овај пат имаме мал апдейт, јас прејџе ги напишав, ама мал проблем. Еве се. Некој има промени нови? Мјао останува прв од Димитар Ангелов со 2095 поени. Имаме промена измеѓу вториот и третиот. Мартин Димитриовски Racing Money доаѓа на втората позиција P2. и Зиги Заги од Симеон Ристовски паѓа на третата позиција Ајде, со тука некој јака борба Мартин се чу. има 2037 поени, Зиги Заги има 2002. Блиску. Сите Така се да од 100 близко поени се овие разлика. топ 3. Да. Понатаму веќе од четвртиот тим се уште не се во таа марка од 2000 поени. Аха, Тука се да, да, негде, да. значи. 1853 е All Fate in McLaren. Така да имаме тука добра битка за шампионатот. Плюс еден тим имаме, нели минатиот имавме 80, сега имаме 81. Ајде мора до 100 да стасаме. Се надевам мајде. Дефинитивно. Колку сме сега? рече? 81. 81 уште 19. Може. Ајде 19 во моментов да се пријава на Фантаси лига. Тие што Ако гледате, сасавте да гледате не до сега замолуваме. веќе. Да, да, да. Стварно. Тоа е мал апдейт, играјте, така да следува на крајот награда, која ја спремаме моментално. Може и накратко, пред да го завршиме ова, да дајме на анализа, кратка најава за Австрија и можеме да дајме мала дискусија за новиот календар од 2006 кој се објави. И стварно, да. Некоја немаше голема промена, освен тоа што Канада нели ја преместија во крајот на мај, беше нели Да во биде средина после на јуни. Мајами. Да. Тоа се должи на подобра географска разместеност на тимовите. Да, да, да. Мислам дека тоа е добра Добра страна на промена. календарот, пошто многу трки ја шарам-барам, Да. порано беше шарам-барам Беше многу, календар. Сега да, сосем. Нема е логика. стварно има некоја смисла, некој пат. Мислам дека Така баш треба да добро биде. го добро го направи тоа F1, значи со тој календар. Штета што ја нема Имола. Да. После ваква трка во 2025. Јас сум среќен. Многу голем хејт се Иако јака покажа трка кон имаше, Мадрид, ама кон Мадринг. од Не знам моја зошто страна јас исто. па Јас теката светам- мене ми е добра, не знам, можеби сум грешка. Види, од Имола не е подобра, сигурно е, ја не сум лично фан на улични Од Имола патеки. не е, ја али- мислам дека шо помалце тоа поубо. Мислам дека ја мислам дека болидина на формула не живнува во такви патеки. Мислам дека во класични патеки се поубо побрзи, онака знаеш друга да ја гледаш во спори, Полу кривина тркање се имаме пика сега, едва и кажеш. каде. Не на улични патеки.
Нормално. Не, Тоа те ама викам. ова е сето знак на тоа која патека носи повеќе услов за пари. Така Да, тоа е. Ко што Сега е правевме муабет, тоа е нели, така пред- така станува Така е. спортот финансиски Да, да, да. многу е американци е така повеќе Ма, првично види, на легоја. По некоја логика јас можам и да се сложам со таа математика на Формула 1, пошто види за таа глобална експанзија носи поголем приход, искрено, и поубаво да имаш ти пример 300.000 гледачи цел викенд, отколку да имаш 100. Да. За спорт општо, значи во Али ако глобален немаш подобро. тркање, нема ни гледање. Да, немаш. нема ни Да, гледање. ама Ако во- биде во првава година например неуспех да речеме Мадринки и да има 300.000 гледачи, сигурно наредна сезона нема да има Не, можеби значи толку во гледачи. математиката е таа, пак во Мадрид чуде, значи Карлос Саинц е од, ако не се лажам, од Мадрид, Да, што да, е да. домајчин на таа Две патека домашни и е патеки ќе има. амбасадор Тоа е на таа јакичко. патека. Да. Плюс Мадрид е главен град, Мадрид е, значи Да, бе, да. спектакл. Види, да не судиме пред да видиме трката. Да. И јас кој што видов на тој симулацијски круг Симулацијски ичне ме круг. бенди со И мене искрено, не ми- онака, нема никаков дало баланс. Пак е симулација, ќе видиме, не. Да Симула- видиме да, како е али пак направено. Тоа е отприлика така треба да Да, не изгледа. те променете што По во не во- може да биде сигурно. Тоа е отприлика тоа што го гледаме е то. во септември таа ќе биде. Се уште не се знае како ќе се вика. Би требало да се вика голема награда на Шпанија, ама се уште има код звездичка, се не знам дали Каталуња ќе остане голема награда на Шпанија или не. Така ќе биде се во споредба. А сигурно ќе биде сега Друга Каталуња некоја секогаш да дава промена убава нема акција. освен тоа што А и Да. горем договор има, ако не се лажам, викам 10 години има договор Мадринг? Мадринг, а веќе уште не е патеката ни во процес да се изгради. па И ќе се изгради тоа за до да тогаш, ама пак многу долг договор, а немаме да Друго сега е ниту една нешто- штрка Да, одржано видите таму. тоа е добро. Лас Вегас останува до 2027. Да. Лас Вегас е топ. Со опција се продолжи Занфор уште. последна трка 2026. И спринт Други викенд ќе биде во Еј, Занфор. да. други некои промени ете се тоа што Барселона се поклопува со Леман, М, Канада се поклопува со Инди Инди 500. 500. А Тоа и во може исто би време за мислам Инди дека ќе се трка. 500, да, тоа за Инди 500 што гледа не, али за нас е одлично. Да. Така нема некои други промени тие 24 трки. Ма интересно беше ти видов Имола, нели изјава објави ја после објава на календаров дека тие сече прават напори за да се врата. Дека не е А и ова дека, крај. Да, дека не е крај, а и си имале ветено со Формула 1 да надоместа за што немаше трка од 2023. Нели Па од имаше мислам дека- поплава и биле договорени и покрај договоров што завршува 2025 да има уште една трка. 2026. Да бида во тој распоред може би као онака да ги ротира, Ротира? како СПА, како останатите што треба да ги ротира. Не, И, лошо, и, ти и Каталуња мислам Убаво е дека ќе така, биде дел али од тој не се- Мислиш? ротирачки календар. Ако види, продолжа вака. види поарно да ги ротираат колку да ги снемува. Да. Искрено замисли Да, без ама- Белгија да имаме календар. Може ќе се случи Белгија една ќе се година, ротира, ама за ќе се жал. ротира. Таа е барем една патека што не треба да се ротира, али пак Искрено. проблемо е колку патека ти му услов да собери нови дозволи да се следа, пошто СПА е пола во шуми. Да. Знаеме сите. Да. Така да. Тоа е може некоја тоа е проблем за СПА. Тоа е тоа неколку зборови за Леман, мислам дека дававме преđe. Прв пат годинава, Роберт Кубица победи. да, прв пат гледав годинава, Понешен е тоа Филипович. старто и стварно беше предобро на. Да. Само старто може да видиш. Па збуда се. 24 сати. не 24 можеш да сати гледаш. сигурно не гледаш. Кубица ете нешто за Формула 1. Победи на таа трка, емто победи за Ферари. Човек што и- требаше да вози Зани во 2012 што има веќе договор, ама се случи ете тој судар во Рели, што О, ете и страшен ден судар. денес му ја уништи скоро цела рака и и Мм. дури до докторите едва му ја спасија раката, може да се забележи тоа, човекот да победи на Леман. Браво. Браво. Еден од И да се приклучи на листата на возачи, мислам со Фернандо Алонсо и Хулкенер, како не се лажам, има победено. и Джовинаци. И Джовина. Стварно? Како поранеше, да. Да, Браво, не сум Победи, го знал, победи. ете. така да, ете тоа е тоа за Кубица. Така му чести за Леман. Да. Таа е тој престижо пак дел од тројната круна на мотоспортот. Да го завршиме нашиот подкаст со ете кратка најава на Австрија. Мислам дека Австрија ќе биде една фантастична трка. Особено тоа што ете, Минатата година беше хит. кратка патека,
Ја не Австрија. правци. Самите Тој дека и момент е намесли баш, овие се Норис, Јас помнам. Себастијан Фетел и не знам кој уште не назад. Гасли или Верстапен, она изгледа. Требало 2019. Гасли, мислам. по некоја да. логика би требало да е Гасли. Да, Искрено, да. Пошто Верстапен тогаш беше прв. Да, ама пандала Поголема на бројка стартот. е да се гледа. Така да. Да, сори, падна на старт. Ама не верувам па тогаш па Хекларен да биле толку добри. Чат GPT ќе опрашаме после така да Нема ќе. врска, Ама да. или Но- Гасли или Верстапен е битно. Не знам, би почнал со тоа што дека очекувам Мерцедес пак да ви да доприна во Австрија. И Јас, Расел да и се бори Џорџ. за Џорџ да победи мината. за година. прво место. Може? И Макс Верстапен да се бори пошто му е домашна патека на Red Bull. И од секогаш Австрија И најнуно вивач има таму. му одела и мислам дека можеме да видиме еден таков дуел помеѓу Расел и Макс во Австрија. Те рана Може би прогноза ќе заврши не. драматично. Види, ја Ако нема мислам самоци. дека ја искрено многу ја сакам Австрија. Мислам дека е убава патека со најмалку кривини што има, а Да. и има баш добри кривини што нуда најш простор за пристигнување. Мислам дека ќе има претицување, а мислам дека не треба да се секираме за тоа. Ако има најш прилики, нема да се случи како Канада, пример вака Пиастри за Антонели да не може да опретица. Па и најкраткиот круг е таму. Да. Да. Така да очекувам интересно. Ето. Мислам дека ќе биде убава трка. Рана прогноза е, кажувам. Расел Макс борба. Мекларен За две секако ќе недели се или врати за една? за две. И Сега сакам поминува, трка. сега поминува па Австрија и Велика М, Британија и после После па имаме паузи имаме. 3 недели пауза. Не после 2, 3 имаме. Али најава за Австрија е таа. Од мене оставам на вас да кажете последни зборови за незе ако имате, ако не. И јас се надевам на Расел дефинитивно. Јави можеби Кими Антонелино да се опика некако тука со некој резултат че вака така ми изгледа Ништо чудно. со некој предикшн вака. Ја искрено немам никакви рани прогнози. Не знам, Мекларен ме изненадија дека беа спори во Канада, а искрено има некои слични кривини, да речем така, спори со многу крп, да речем така. Али не се знае, сите се патеки различни, температурата ќе зависи. Пак да, Мерцедес таа патека можеби не му оди, ради високите температури Мерцедес таа Затоа патека ја не ја мислам, не сака, ама типувам на Мерцедес. јас искрено очекувам ваков момент да продолжи Да. и во Австрија. Ајде, ќе видиме. Да биде само отворена битка. Тоа Да, се И е да биде интересна очекувам трката Red по Bull можност. како Верстап, можеби и би типувал да тепа Верстапен искрено. На прогноз. Домашна патека Red Bull Окей. таму. Дај Боже, не сум во право, а мислам дека ќе разочара Ред. Не знам, така ете првични прогнози. А се надевам дека и Ферари ќе напредува. Тешко. Нешто Мора што ги е заборев, тешко да се Ферари каже. мене ги Не, сметам за борбава, човек. Не знам како. Ма тешко да се каже. Да. Така Тешко да е. ако немаме други зборови да привршуваме можеме и малку така по некоја си млака епизода од нас. Пробавме, мислам, најдобро да ви ја доловиме оваа трка. Иако не беше многу интересна, пак ето За жал. успеавме преку некои анализи зад сцените, зборови да кажеме и со оглед на тоа дека го снимаме овој подкаст веднаш после трката и сатот е буквално 1,5. 1:30 на Точки. полноќ, Јаце, ако се гледа, после полноќ, така да луѓе не ве лажиме. Да. Да видиме дали ќе оказна Расел. Пробуваме Ето, чакаме, максимум, даваме максимум од нас и се надевам дека ви се допадна ова епизода. Доколку ви се допадна, ставете лайк, препратете го, Големо лайк. сегде нашиот подкаст каде што мислите дека ние тројца ќе му видиме така поинтересни, ќе му го направиме дено Обув. подобар и претплатете се за да ви стасуваат нотификации, така да тоа е тоа од нас, се слушаме за големата награда на Австрија. Чао. Поздрав. You've done it. And box now, box. We're heading into the wall, but you've got Verstappen going through turn number one.